Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредниот 1 час и некаде 45-46 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе побараме вистината во интервју со Бојан Маричич. Едно супер интересно интервју, прв инсайдер од власта на СДСМ, Зоран Заев, Димитар Ковачевски, кој гостува во емисијата во Центар. Иако во изминатиот период ние сме отварале многу прашања, што се случи на политичката сцена во СДСМ, во ВМРО, во периодот на Бранко Цренковски, во периодот на Љупчо Георгиевски, Киро Глигоров. Сега за прв пат имаме инсайдер што ќе ни каже што се случувало, како е склопен преспанскиот договор, како е направен францускиот предлог, што е преговарано, што било ставено на маса, за да не слушате рибарски приказни, за да не ве лажат политичарите. Гледате емисија во Центар, интервју со Борис Маричич. Одлично интервју, да ми верувате, останете со нас, 1 час и 45 минути. Бојан Маричич ќе го запознаете во едно сосема друго светло. Многу работи ќе ви станат појасни. Гледате, ова е фотографија од последната средба на Христијан Мицкоски со Урсула ван дер Лајен. Овој човек тука, што е лево од Урсула ван дер Лајен, се вика Александар Адамс. Тој беше главен советник во кабинетот на Емануел Макрон и тој е архитект на францускиот предлог. Тој човек сега присуства на средбата со Христијан Мицкоски, кој пред неколку дена се случи во македонската влада. И кога изгледат македонските политичари, и кога ќе ви каже дека ќе убедат Европската унија, тие треба да се соочат со една сирна европска, француска, германска бирократија, машинерија која мели. Ако човекот потрошил недели и недели, да не речам месеци и месеци, да го форматира францускиот предлог, и Емануел Макрон да застане за тој француски предлог, да застане Шолц, да застане Ентони Блинкен, државниот секретар на Соединетите американски држави, тога знаете ли колку се шансите? Вие да ги убедите. Целиот процес да го вратите назад. Тоа не е процес на преговори помеѓу Македонија и Бугарија. Тоа е процес на преговори по Македонија и Европската унија. Значи тамо 28 земји го поминале, гласале, дале зелено светло. И сега ќе дојде некој тука ќе ви каже рибарски приказни. Затоа не верувате во рибарски приказни, гледате емисија во Центар, интервју со Маричич, 1 час и 46 минути, нема да зажалите. Добро вечер, Бојан Маричич. Добро вечер. Како сте? Одлично. 3 години го договарам ова интервју, еве после 3 години интервју со Бојан Маричич, во наводници прв инсайдер од она власт на Димитар Ковачевски, кој гостува тука во емисијата во Центар. Но Славјанка Петровска беше во функција на кандидат за председател на СДСМ. Имавте и Бајдовски. Славјанка. Да, и Бајдовски беше, и вие сте прв инсайдер. Значи човек кој го завршува мандатот како вице-премиер. Се јо беше Тала Џефери, бевте вице-премиер. Значи највисока функција од редовите на СДСМ во извршната власт. Така. Како сте, кафето добро? Одлично, да. Бифтек не можеме, со кафе ќе се задоволиме, што се вика. Ретко јадам бифтек, така што може. Кафето ми одговара повеќе. Тоа не ми е битно, но на почеток кој ве вади таа афера? Биеќе ми е суштински да знам дали таа афера ве вади ВМРО или ве вади внатрешни структури во СДСМ. Ќе покаже веројатно времето кој, јас сум сигурен дека е комбинација, дека има и луѓе од нашиот табор, има луѓе сигурно во ВМРО кои што учествуваа во тоа. Тоа беше точно временска точка кога бевме во екот на договарање на францускиот предлог и точно денот кога имавме средба во клубот на пратеници со представници на ВМРО-ДПМН. И мислам дека беше дел од напорите и да се минира целиот процес. Всушност да бидете елиминирани. На некој начин така. Вас ве доживува како персонификација на францускиот предлог. Па дори во СДСМ се вода кампањи пред изборите, се сгреши со француски предлог, доста со ЕУ, бидејќи инсистирајќи на ЕУ, СДСМ ги има изгубено изборите. Без малку да обвина дека сте главен виновник со тоа што бидејќи сте инсистирале на европско и на француски предлог. Тоа беше згодна приказна, згодна теза на оние кои што можеби сакаа да ги покријат другите слабости во нашето работење како влада и како партија, и идеално им одговараше, тоа претходно го правеа со преспанскиот договор, а идеално им дојде и ова со францускиот предлог, дека ние заради тоа сме имале поразни изборите. Секако дека тоа не може да се исклучи, тоа е дел од резултатите, меѓутоа дека само тоа и дека ексклузивно и доминантно тоа, јас не се согласувам. Речеш, ние снеме тука на 100 метри од Сорос.
Да. Од кога не сте биле тука? Тука беше седиштето на Сорос. Морам да признам дека со години не сум Трема, имавте дошол кога во- доаѓавте тука кај Сорос, бидејќи овој беше ко Кумровец, тоа што беше Кумровец во време на Тито за СФР Југославија. Сорос беше за вас во наводници Соросоидите. Не само Кумровец, јас имам работено тука. Тука имате работено? Да, секој ден сум доаѓал на работа. Со Владе Милчин. Во времето кога Влади Милчин беше директор на фондацијата. Каде Влади Милчин ги растура односите со Зоран Заев, бидејќи после тоа растурање на односите Влади Милчин тргнува и станува еден од главните критичари, посебно можеби не толку на договорот со Грција, односно преспанскиот, туку францускиот предлог. Тоа е еден комплициран период, многу турбулентен период. 2015 најпрво точката кога се пензионира. Тоа е пречарената револуција. Мислам дека и повеќе актери се вклучуваат веќе во разговорите со СДСМ. Тоа добива една поширока, знаете, го губи на некој начин ексклузивитетот во комуникацијата господинот Милчин. Во истиот момент доаѓа и пензионирањето и потоа има една серија на настани кои што ги оддалечуваат. Беше обвинет меѓу редови дека со некое свое интервју всушност ги минира постулатите на шарената револуција. Значи имаше некој такво обвинување тука во Македонија и обвинување надвор од Република Македонија. Така што тука е првиот конфликт, првиот раскол всушност за таа Соросова структура тука внатре во Република Македонија. Имаше Македонија. во таа гужва на протестите, на масовните протести што се случуваат тие години, имаше уфрлени нормално новинарски екипи од повеќе страни. Мислам дека се работеше за Russia Today. Интервју на Влади Милчин за Russia Today. Да, кој што направи интервју и практично го спакува целото тоа интервју за да потврди дека дека тезите на Милчин се против шарената револуција. Тоа требаше да биде приказната. Не само тоа, туку дека Сорос стои зад целата таа операција. Стоеше ли Сорос? Ајде веќе да почнеме. Тука е проблем како да се почне едно интервју со човек кој ги знаете работи. Ајде да почнеме од шарената револуција. Стоеше ли Сорос за шарената револуција? Вие сте дел на целиот тој процес, не познат до тогаш во македонската јавност. Станувате подоцна советник на Зоран Заев и министар за правда, вице-премиер, така завршувате. Како прв вице-премиер во влада на Талат Џафери. Видете, не може да се каже дека еден човек стоел за тој процес или за таа револуција. Меѓутоа, процесот позапочна обратно. Сите организации кои што беа, да речеме, критични во тој период и кои што орбитираа околу Фондацијата Отворено општество, беа означени како државни непријатели од страна на режимот на Груевски. И од тој момент започна таа... Тој процес беше многу порано, например, они караван за промена на името кој го води Влади Милчин. Граѓани за Европска Македонија. Роберто Беличанец, мислам Бранко Геровски, 5 или 6 луѓе беа во таа група, одеан из Македонија и пропагира промена на името. Тие беа дефинирани, но немаше брутални акции кон нив. Имаше неколку тепачки во Струга, во Кичево, на трибините. На трибини. Овде веќе почнува со судски процеси, со закани, со влегување на инспекцијски. Со официјален процес на десоросоизација. Најавен од влада на Никола Груевски. Така, инспекциите почнуваат, тоаш веќе се поминати протестите, инспекциите почнуваат точно после една емисија која што имаме на Телма, јас и Павле Богоевски, наспроти Боби Илиевски, Бетмен и... Да, Богдан Илиевски. И Дамовски, така што после таа емисија практично се случува сето тоа. Значи, тоа е мртва трка кој ќе заврши во затвор. Дали ќе заврши процесот на десорализација кој го води Груевски или овие двајца како фронтмени на 27 април кои завршат подоцна на топал оброк 3 пати на ден. Она што е битно да се каже, дека зад шарената револуција пред се стоја многу илјадници граѓани, а и различни општествени и политички структури. Лазар Пелишевски вика дека за револуција не ти треба 2000 луѓе, доволно се 24 луѓе. Така што и за шарена револуција не ви требате едно 10.000 или 15.000 граѓани, треба 10, 15, 30, 50 луѓе. Меѓутоа тоа беше еден искрен порив за промена. Немаше тука никаква сцена. Која е вашата улога во таа шарена револуција? Јас бев еден од организаторите и еден од оние луѓе кои што да не биде ко Богдан Илиевски, он само вода носел. Значи вие сте носеле нешто друго, не само вода. Јас бев еден од луѓето кои што учествуваа на таа широка координација. Ма сега ги гледаме тие сцени во Грузија. Значи истите сцени. Девојче која се шминка или која става Кармин пред шлем или пред панцир вамо на полиција.
Видете, поривот кога има граѓански Ма не збораме за порив може да граѓански има сега, протести. значи тука говорам за сценарио, значи за форма во која се реализира еден процес. Единствено сценарио беше да ја спасиме оваа држава од оние канџи на заробената Колку? држава на Груевски, која што траеше со години. Добро, има ли разлика? Како вели Вацлав Хавел дека полоши од комунистите се антикомунистите. И ако вие се борите против заробена држава на Никола Груевски, а тоа го води Сорос, кај што исто така имате еден систем кој подсетува на заробена, кај што се знае кој е главен, што треба да се прави, како треба да се прави, каде што се денонцираат сите противници на тој систем, значи една заробена држава требаше да биде замената со друга заробена држава. Не е така, значи целиот систем на отворено општество и на фондацијата и на како функционира. Во време на Владимир Илчин тоа е претворено во затворено општество. А меѓутоа имаше многу различни луѓе вклучени во целиот процес. Јас сум бил дел од тие луѓе, сум работел со Владимир Илчин многу долго и многу длабоко во во целиот тој период. Она што беше битно, да не беше таа структура, прашање е дали ќе успеевме како држава да се ослободиме од тој режим во 17 Што сакам да ја кажам? Значи, ако стратегијата на Зоран Заев е едно општество за сите, сметајќи дека не треба да постојат разлики меѓу македонци, албанци, власи, роми, срби, така натаму, сите треба да имат еднаква стартна позиција во државата врз база на школување, врз база на знаење, така натаму и така натаму. Предходница на тоа едно општество за сите е вашиот модел на Павле Богоевски и Замир Мехмети, македонец и албанец, кој треба да се персонификација на шарената револуција. Вие ги измислувате и ги промовирате во фронтмени. Така што таа шарена револуција или таа Соросова структура подоцна станува замаец на не на победата на Зоран Заев, тој ги изгуби изборите, меѓутоа формираше владата. Тоа беше неминовно за да се случи, да се направи таа симбиоза, таа коалиција меѓу граѓанското општество, олицетворено во невладините организации и политичките партии кои што беа веќе долготрајна опозиција. Колку пари бе потрошени во таа шарена револуција? Не, тоа воопшто не се работеше за пари и воопшто не е тоа темата за пари. Едноставно сме сите кои што сме биле вклучени во тоа, сме располагале со минимални ресурси за максимален ефект. Како викат бугарите, парите не се проблем, нема пари. А тука парите не се проблем бидејќи имало многу пари, претпоставувам. Не е точно. Тоа е една теза која што ја форсираше токму режимот на Груевски во тој период. Има дури еден текст, нема пари, нема мир, за кој што имам тужено Република, каде што они прават конструкција дека платата што сме ја зимале за тоа што сме работеле во организациите кај што работевме со години, пишувавме анализи, правевме многу активности, дека всушност сме ја зимале за да протестираме. Никој не бил принуден да биде на тие протести, се било доброволно, како награда, демократски порив. Како награда за организирање на шарена револуција, вие сте, ајде да не речам клучен, сте советник во кабинет на Зоран Заев. Значи, веднаш после победата на изборите 2016, правење влада после 27 април 2017 година, вие сте советник во кабинет на Зоран Заев. Јас бев и многу активен на тие избори во штабот на СДСМ. Требаше да го контролирате Зоран Заев? Не, немало, напротив, требаше беше да контрола на Сорос врз Зоран Заев? Не. Тогаш во тој период нема ниту директна комуникација во тој период, така што не се работи за никаква контрола, се работи за помош на луѓето кои што имаат искуство во одредени работи, одредени прашања. Знаете, ние влеговме како да таму ситуацијата беше како да напуштила окупациона сила, со превртени маси, со откорнати кабли. Истото Мицковски го говори сега. Дека како ја ослободиле Македонија од окупација. Нашиот порив беше да помогнеме на Заев во тешките задачи што му следеа за, да речам, ревитализација на државата и на општеството и на нејзината меѓународна позиција. Знаете што ми е основа да не се согласам со ова што говорите? Имате амнестија на Ѓорги Иванов и таа е основа на шарената револуција. Имате помилување сега на Гордана Силјановска и нема никаква реакција од опозицијата. Што ќе рече дека не може да се спори. Или опозицијата е толку слаба или воопшто меѓународната заедница, читај Соросовите структури, не се финансиски подкрепени, не се во кондиција, не се мокне да може да спроведат еден таков процес. И клучно прашање. Не се соодветни паралели. Каде шарената револуција се скарува со Зоран Заев и со СДСМ, бидејќи очигледно е дека шарената револуција на овие избори на 8 мај можеби не посакуваше, но беше помирена со драматичен пораст на СДСМ.
Прво затоа викам персонификацијата на шарената револуција не е во еден човек, ниту во било кој поединец од нас што сме учествувале во тоа, туку во многобројните граѓани што има одредени очекувања. Имаше таму и конкретни барања, дел од нив се исполнија. Нема правда, нема мир. Да, па тоа сакам да кажам. Вие бевте министер за правда. Мислам дека очекувањата на луѓето беа многу поголеми од тоа што за жал беа можностите на тие влади. Како представник на таа Соросова структура бевте министер за правда. И кога овие викат, или кога овие велат не се реализирани постулатите на нема правда, нема мир, веројатно мислат на вас дека вие сте ги изневериле на некој начин. Не само јас, значи видете, тоа е многу покомплексен проблем, да не заборавиме и што се случи со специјалното јавно обвинителство и сите проблеми околу неговото функционирање и подоцна развојот на настаните. Јас можам да ви кажам дека во времето кога сум бил министер за правда, максимално биле вложени напорите да има правда и да биде воспоставена таа правда. За жал, тоа беше еден многу тежок период пред локалните избори, кој што на крајот резултираше со поразот на локалните избори, потоа веќе ќе ги отвориме тие прашања. Ова чисто како некоја рамка што можеме да поставиме. Бевте вице-премиер или прв вице-премиер во влада на Талат Џафери. Човек кој беше представник на УЧК, дезертер од Македонска армија, претходно дезертер од Југословенската народна армија, осомничен за одредени процеси во рамки на војната 2001 година и во тој процес на некое квази померување во македонското општество, тој станува прв СЕО албанец за премиер. Тоа го сметате за успех или за срам во вашата кариера? Не е никаков срам и не го сметам за срам, напротив, имав одлична соработка со председателот Џафери, додека беше председател на собрание, додека беше премиер на техничката влада. И знаете, овие приказни од 2001 многу време е поминато од тогаш. Талат Џафери од тогаш постојано е во собранието. Беше министер и во владата на ВМРО ДПМН за одбрана. Беше министер за одбрана. Беше заменик министер за одбрана веднаш по завршувањето на кризата, кога Бучковски е министер за одбрана еден период. Така што многу вода протекла од тогаш и на крајот на краиштата. Значи, ако вие сте петти што направил грешка, не е тоа веќе не е грешка, бидејќи четворицата кои претходно е направиле таа грешка, сакам да ви кажам или дека изневерување на македонските национални интереси. И јас мислам дека е може ли да верувате еден од попозитивните луѓе во ДУИ. Може ли да верувате во дезертер, например? Како мислите? Ако еднаш предал дал заклетва во ЈНА, таму давате заклетва. Па дал заклетва во АРМ, ако два пати го направил, како викате евреите. Ако една се направил, мали се шансите да не се случи втор пат. Ако си го направил втор пат, се нула шансите да не го направиш и трет пат. Јас со Талат Џафери соработував на ниво на функционирање на таа техничка влада со тие надлежности и се заколнавме само заедно на почитување на законите и на уставот. Сите други заклетви ќе треба самиот да одговори и да каже. Тоа беше основа Мицковски да ме нарече измекери. СДСМ и се измекери на ДУИ. И кога победува на изборите на 8 мај, нели прашањето е на кого или зашто му дава довербата да расчисти со структурите на ДУИ или со структурите на СДСМ? Мислам дека баш Талат Џафери беше еден од луѓето кои што помалку предизвикува такво чувство и кај граѓаните и кај опозицијата. Имаше други поединци од ДУИ кои што многу повеќе го зајакнуваа тоа чувство. Затоа и тоа беше нели една кампања која што траеше подолго време. На кого мислите например конкретно? Имаше неколку министри кои што нели беа прозивани многу повеќе. На Бујар Османи, Артан Груби, значи имаше луѓе кои што беа прозивани многу повеќе од тоа. Дека Талат Артан Груби, бидејќи Артан Груби всушност со играњето мал фудбал покажа не дека ја понижува јавноста, туку дека СДСМ не може да му се спротистави. Време на Димитар Ковачевски никој не можеше на Артан Груби да му се спротистави. Бевте безгласна буква внатре во таа или таков печаток се добиваше. Таков печаток се добивало, мислам дека внатрешната состојба и во владата и кризите низ кои минувавме како држава, па и внатрешна состојба во СДСМ придонесоа на сето тоа да изгледа така. Инаку не се согласувам, далеку од тоа се било договарано. Ми е битно за понатамошната расправа или дебат. Бевте ви на средба ке Стево Пендаровски на која се расправа за враќање на Никола Груевски? Не се сеќам зашто, дали за тоа конкретно се зборело, меѓутоа имало многу средби кај Стево Пендаровски. Американската амбасадорка, кај што Евро. Повеќе средби се во прашање. Кај што Мицковски се повикува на одредено стикче и така нато. Знаете, тешко е да се каже затоа што било повеќе средби. Не се работи заедно. Јас сум бил на многу од тие средби. Добро, ќе разговараме за тоа. И дали сте били на она средба во СДСМ кај што Зоран Заев ви го презентира предлогот
за заедничка влада на ВМРО и на СДСМ. Не сум бил на таа Но средба. сте информирани пред. Знам дека имало таква средба, но не сум бил присутен. А во Како може да протечат информации и од една и од друга средба. Председател на држава организира средба и протекува стик или стикче јас никогаш не сум го видел тој стик. лидерот на опозицијата, кај што присуства американски амбасадор. Тој е безбедносен, тој е сериозен безбедносен проблем во земја членка на НАТО да бидат снимени американски и амбасадор на Европска унија во Република Македонија. И втората средба кај што се разговара во врв на СДСМ, а веќе наредниот ден е информиран Дуи за што се разговара во врвот на СДСМ. Па, И вие велите дека сте биле власт во Македонија, а всушност не сте можеле да скриете нешто, не сте можеле да спроведете нешто, веднаш да не бидете откриени од ВМРО ДПМН и Дуи. затоа велам, сечија улога ќе биде идентификувана, откриена во наредниот период и во времето што доаѓа и ќе се дознае многу брзо кој каква улога имал во сите тие процеси. Јас можам за себе да зборувам и да кажам дека во сите процеси сум учествувал искрено и со сите знаења што го имам, со цел да помогнам и на државата и на партијата. 18-та минута, јас се уште мислам дека сме почеток, дека увертира, Нема дека проблем. треба да се загрееме нешто да кажеме. Најпрво да ви честитам председател на градска организација на СДСМ. Ние го снимаме интервјуто еден ден после номинацијата на Ѓорги Галетановски, прв човек на градска организација на СДСМ. Добро, благодарам, му посакувам среќа и јас му честитам. Па на јавно. толку зајаци во партија, сосема е нормално поранешниот директор на зоолошка градина да биде председател на градска организација. Нели Галетановски или Чомбе, како што го викаат популарно партиските другари, е еден од подобрите менаџери од времето на кога СДСМ имаше власта во град Скопје. И мислам дека токму на тоа реноме и на таа репутација му се дава прилика да помогне во овие тешки времења за партијата, особено во град Скопје. Ќе успее ли да го компензира потенцијалното заминување на популарната снашка од коалицијата со СДСМ? Мислам на лидерката на Кој да го- ЛДП. кој да Но го- Ѓорги Галетановски, да речеме, дали бидејќи тоа е еден сериозен удар, вие излегувавте во Скопје, вие бевте на 4-то место, не влегавте во парламентот, меѓутоа излегувавте во Скопје, ги убедувавте скопјани, јас живеам нели во Скопје, не убедувавте сите нас дека ќе направите ова, дека ќе направите ова. Тамо како во филмот Прохуело с вихором или однесено од вихорот Димитар Ковачевски и Моника Зајкова беа сликани на оние билборди тука Да, коносителка Скопје. беше. за младата публика, да речеме, како не знам како Видете, јас се согласувам со тоа дека не е тоа потек кој што оди во прилог на СДСМ, ниту Како било вие- кој член на СДСМ коректно како ќе гледа на Вивиан тоа. Ли и Клер Гейвел беа снимени на порталите. Не би правил такви според вас, кој не е коректно. Па добро, такви беа на тоа направени. Мислам дека не е, јас барем не би се впуштал во тоа, она што би сакал да го кажам е дека ЛДП, знаете дека имаше сериозни да речам разговори таму за време на францускиот предлог кога се Имаше со Марк успиваше. Руте, со помош на Марк Руте, тие беа со наводници дисциплинирани да останат во владената коалиција после ноември 2021 година. Пристапувањето тука на, знаете, Урсула фон дер Лајен кога беше. Лидерската смена е направена во ЛДП. Горан Токму тоа Милевски е треба да пратен се- амбасадор во Словенија врз база на таа проценка дека ЛДП треба да биде составен дел на владата на СДСМ. Затоа мислам дека ЛДП треба да прво внатре, па потоа и на гласачите да им објасни зошто излегува, ако излегува од Еве, коалиција. нема, видите, тој е малце широк процес. Мислам, вие можете... Значи, јас се обидам да го кажам Прохуело с вихором или Титаник, за да му давам некоја народска форма, некоја пежеративна форма, некој мислам дека тоа е еден многу сериозен процес кој ви се случува. Прво излегува Бујар Османи во интервју на Канал 5 телевизија и всушност дава некоја модифицирана варијанта на одложена примена на францускиот. Да се изгласат уставни измени, но тие да бидат применливи по ратификација во бугарски. Не, друг е предлогот на Османи. Не, отприлика, да речеме, за тоа е се одложено. Па излегува Ѓорги Спасов во колумна Мислам за Либертас. Значи, Ѓорги Спасов, кај што синот е главен медиумски играч, односно е води медиумската кампања на СДСМ на Венко Филипче. Па излегува на Сител телевизија, сега го повторува. Моника Зајкова, значи тоа е еден исти ракопис. И ние сите велиме, Дуј на мала врата сака да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, ЛДП сака на мала врата да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, овие главни играчи на СДСМ што се залагат за одложена примена на француски предлог,
Што сакат, каков амбиент да создадат? СДСМ намала врата да влезе во коалиција со ВМРО? Видете, ова се сега, јас не сум толку вклучен во овие партиски како не сте? работи, не сум, веќе сум неколку месеци излезен од тие процеси и не можам да дадам одговор на сите овие прашања. Она што можам да го кажам е дека уште во 22 година Урсула фон дер Лајен кога беше овде во Скопје, оноа славен настав во македонскиот парламент, Кога ја споредот со фашист, кога се со оние повици... така, имаше многу малку средби тој ден во Скопје. Една од тие малку средби беше токму со двајцата пратеници на ЛДП, каде што ги убеди дека треба да гласаат за францускиот предлог и доби практично од нив уверување дека ќе гласаат. Ги убеди, тие беа неубедени, тие беа несигурни, тие беа несигурни. Има дилеми, тие дилеми тоа траеше, знаете, и Павле Трајанов имаше дилеми, на крајот не гласаше. Па добро, Павле Довме кај заврши, пред избори заврши. Затоа велам. Дури почесна е позицијата на водачот, рече јас пред избори не сакам да бидам со губитничката страна, заврши. Таму тогаш ние направивме еден сериозен дипломатски напор за да ги убедиме и пратениците на ЛДП и тие гласаа за. Така што тогаш не беше отворена темата за одложено дејство. И од тој аспект мислам дека треба да се објасни. Тогаш е таа посета на Урсула фон дер Лајен кога Мицкојски ги вади фотографиите на македонските евреи кои со вагони се стават и се носат во Треблинка. Таа е посетата. За жал тоа е ситуацијата кога ВМРО ДПМН ја пропушта шансата да влезе во приказната на францускиот предлог тогаш, бидејќи Урсула фон дер Лајен на наше барање, на барање на тогашната влада, прави средба со опозицијата и на таа средба за жал нема никакви содржински разговори поврзани со... Кој е овој човек тука до Урсула фон дер Лајен? Од едната страна е новиот амбасадор на ЕУ Рука, со другата страна е Александар Адам, незиниот заменик шеф на кабинет и главниот за темата проширување, инаку творецот на францускиот предлог, бивши советник на Макрон. Значи, овој поранешен советник на Макрон сега во кабинетот на Урсула фон дер Лајен. Да. Значи, лево од неја, значи најблизок соработник во однос на францускиот предлог, да речеме, или приемот на Македонија. Како Мицкоски тога се наде дека може да ја убеди Урсула фон дер Лајен, ако Александар Адам тука, кој бил советник на Макрон кога се прави францускиот предлог, да ја убеди за одложена примена на францускиот предлог. Како уште еднаш? Како врз база на што Мицкоски се надева дека може да убеди Урсула фон дер Лајен за одложена примена на француски, бидејќи целата битка е тука од Моника Зајкова, Ѓорги Спасов, Бојар Османи, некоја модифицирана варијанта и така натаму. Видете, ние може сите 120 пратеници да се согласат за таа позиција и може би тој да се случи на крај, да се согласат дека треба да има одложено дејство. Меѓутоа тоа нема да ни помогне нас да го добиеме така тоа одложено дејство и може само да не внесе, да не паркира во чекалната и да не внесе исто како спорот со Грција. Ако се сеќавате, тогаш имаше, бидејќи многу се популарни паралелите со ВМРО вели цел Балкан треба да влезе во Европска унија и да се буниме ние и да не се буниме, ако сакат ке не внесат. Така што тоа не е проблем на Македонија, тоа е проблем на Европа, која ако сака да го направи проширувањето со Украина, Молдова и овие 4 балкански држави без Косово и Босна и Херцеговина, ќе треба таа да ја притисне Бугарија, за Бугарија да направи одредени оставки. Тоа е Бугарија веќе беше притисната. Притисокот на Мицкоски. Јас тоа се обидувам да го објаснам. Значи, овој француски предлог е резултат на притисокот врз Бугарија, кој што беше извршен во тие 2-3 години. Значи, што притисок е, например, 20, па видете, имаше, ако се сеќавате, дали вие прво знаете дека владата во Бугарија падна меѓу другото на оваа тема? Дека со падната бугарска влада и со парламент пред распуштање, тие се состанаа за да го изгласаат францускиот предлог. На невидено. Подоцна е сменет францускиот предлог, од кога Димитар Ковачевски не прифаќа првата верзија. Точно така. Значи Бугарија од една почетна точка во март 2020 година, кај што вели дека мора да признаеме дека македонскиот јазик бил бугарски, дека мора да признаеме дека ни се заеднички корените, дека мора да ревидираме, не знам, едно, друго, трето. Од таа позиција на тврди идентитетски прашања, кој што за нас беше апсолутно неприфатлива воопшто за разговор, дојдовме до точка на заштита на бугарското малцинство во Македонија. Ајде да почнеме. Тоа е резултат на притисок. Веќе ако го отвараме францускиот пакет, да почнеме од почеток. 2 август, ако не се лажам, 2017 година, е она средба на Зоран Заев и на Бојко Борисов, тука во Република Македонија. На 1 август се потпишува договорот за добрососедство. 1 август договорот за добрососедство. Никола Груевски е тогаш лидер
на ВМРО ДПМН, тоа е пред локалните избори 2017 година и конгресот на ВМРО во декември во Валандо, кога Христо Мицкоски доаѓа на чело на ВМРО ДПМН. Пред избега во Будимпешта, Никола Груевски во сите настапи и интервјуа ја раскажуваше средбата која имаше со тогашниот грчки министар за надворешни работи Коцијас, кој му вели: ние би биле многу срекни како Грција ако потпишеме исти таков договор како Македонија и Бугарија. Затоа ВМРО ДПМН и до ден денес го смета договорот за добрососедство како евина грешка, почетокот на распродажбата на македонските национални интереси. Па дури ни францускиот предлог не е толку колку што договорот за добрососедство, па за него собира потписи, па сака референдум и така натаму и така натаму. Предавството е направено со договорот за добрососедство. 2017 кога доаѓа владата на СДСМ, ние имаме два крупни проблема на маса, каде што веќе имаме конфликт со Бугарија, кој што трае извесен период. Бојко Борисов е премиер. Знаете, од оној случај со Спаска Митрова влегуваат во разлики кои што... Тоа е од 2009 година, нека 2009 тука година. Точно. И од тој случај таму настануваат серија на проблеми и веќе има преговори што ги водел Никола Поповски како министар за надворешни со бугарскиот министар. Бојко Борисов тога со Божидар Димитров го наоѓаат гробот на Самуил, па подосна испаѓа дека тоа била фейк ньюз, дека била лажна вест, дека не го нашле гробот и така натаму. Значи почнува да се загрева лонецот, тоа сакате да кажете. Така е. Но ние кога доаѓаме како влада 2017, веќе има документи кои што се резултат на разговори што ги има Никола Поповски со бугарската влада. Така што почетокот не е од нула во разговорите за договора за добрососедство. Тогаш Екатерина Захариева ли е кој преговара Никола Поповски? Значи тогаш Екатерина министар Захариева. И за така почнуваат разговорите и првично меѓу Захариева и Димитров, а потоа бидејќи брзо се случуваат меѓу Заев и Борисов. Тогаш се советник во кабинетот на Зоран Заев. Да. Зошто, ако има основа преговори на Никола Димитров заедно со Екатерина Захариева, па имате одредени документи, па Бојко Борисов му помога на Зоран Заев да го порази Никола Груевски, или тоа се изјави на Бојко Борисов и тоа е едно пријателство помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов, по насредба во Велјуса, па владиката... Имаше серија на заедна посета на еден споменик во Дојран. Споменик на бугарски полковник кој загинал со македонско потекло, или тука во Дојран. Зошто не го решавте проблемот со Бугарија прво почнавте со Грција? Еве, например, ако има основа, според мене требаше да го решите прво проблемот со Бугарија. Ние сметавме дека го решивме со подпишувањето на договорот кој што воспостави една широка рамка за соработка, кај што требаше историската комисија да ги води историските прашања, политичката комисија на министрите да ги води политичките прашања и да се приближуваат двата народи полека. Вие сметавте дека бугарите нема да направат проблеми, дека договорот за добрососедство е основа за решавање на македонско-бугарските проблеми? Да, и тоа требаше да оди на на подолг рок тоа решавање. Значи да има еден дека нема да е потребен француски предлог, дека нема да е потребен преспански договор, како никаква најава за тврда блокада со каква што се соочивме, да. Најавите, односно произлегувањето на проблемите во оваа форма доаѓаат некаде средина на 2019 година. Што се случува од тој договор 1 август 2017 година за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија до средината на 2019 година? Кој е клучен настан да почне процес на заострување на односи помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов, односно Македонија и Република Бугарија? Имаше повеќе настани, но во секој случај иницијативата за заострувањето доаѓаше од Каракачанов и од тој дел на владата. Знаете дека тоа беше влада во која што учествуваше и Каракачанов како министар за одбрана и он беше присутен на сите настани во Скопје, постојано кога доаѓаше бугарска делегација. И неколку од советниците на Бојко Борисов. Да, вие се кажувате тезата која и македонската јавност, сега веќе бугарската јавност сака да експлоатира дека Бојко Борисов не сакал да стави вето и не бил приврзаник на таа политика на заладување на односи со Македонија, но Красимир Каракачанов, без чии гласови не можел да функционира владата на Бојко Борисов, извршил притисок. 2019 средината на 2019 има една средба. Добро. Во Полска, каде што меѓу премиерите Заев и Борисов, на која што средба, таа беше во рамки на Берлински процес, самит имаше некој, во кој што Борисов јавно искажува дека веќе има притисок сериозен и од Каракачанов и од бугарските историчари, дека му објаснувале за сите тие проблеми и дека мора нешто да се
направи за да покажеме на дело дека функционираат инструментите на договорот за добрососедство и тогаш Димитров и Захариева го подпишуваат првиот протокол, каде што се обврзуваат дека прашањето за Гоце Делчев и за Илинденското востание ќе бидат решени до Илинденско-Преображенско. Така пишува во протоколот и за цар Самуил мислам беше ќе се решат до крајот на 2019 година. Значи Гоце Делчев, Илинденско востание и цар Самуил. Значи од страна на историската комисија. Да, само цар Самуил е затворено прашање. Само цар Самуил. Таму е Ванче Георгиев, тогаш дел на историската. Он е до октомври 21 година. Комисија. Дали неизборот на Јордан Камчев за бугарски конзул во Република Македонија е клучна причина за заострување на односите помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов? Тоа е точка од која што почнуваат компликациите. Тоа е факт, меѓутоа тоа беше веројатно прв момент, прва точка кај што ние настапивме негативно кон некоја барање на Три работи ви бараат бугарите и Бојко Борисов во тој временски период. Купување на комерцијална банка, веќе тоа е стара идеја на Бојко Борисов, да купи или комерцијална банка или како тој го вели нафтениот монопол, како што го направиле грците со Окти, тогаш македонците тоа го кажува почетокот на 2009 година пред бугарската диаспора во Чикаго, дека кога ќе купат клучите фирми во Македонија, тогаш македонците ќе сватат дека говорат на развален български јазик. Тоа е срте. Значи комерцијална банка, Македонски телеком, Јордан Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Македонија. И не, мислам дека имаше повеќе иницијативи, и телевизија, мислам дека сакаа да купат. Сакаа да купат телевизија, тогаш канал сакаа на македонска телевизија, односно да имат програма на македонска телевизија. Нивната теза беше генерално нивната теза е и до ден денес дека има една блокада, видлива или невидлива, кон бугарскиот капитал овде, дека не може, дека намерно се држи за да не може. Јордан Камчев го смета како бугарски капитал. Не, зборам за овие што ги спомнавте, банки и така. Каракачанов на неколку средби во Бугарија кажува дека Камчев имал голем капитал, не знам дали е тоа точно, дека имал голем капитал во Бугарија и дека интерес на Каракачанов е да го натера што е можно повеќе тој капитал да го држи пласиран во бугарски банки. Дека тоа е една од причините зошто ја заоструваат целата работа. Имате ли средба со Ради Точев, кој е советник на Бојко Борисов? Има многу средби. Кој доаѓа тука со порака на Бојко Борисов. Не го апсите Камчев. Апсете го Никола Груевски, ќе имате поддршката на Бугарија. Видете, Ради Точев беше многу активен во периодот 17 и 18, постојано тука. Имате ли предлог Сме разговарале на Бојко Борисов преку Ради Точев, апсете го Груевски, не го апсете Јордан Камчев, Македонија ќе ужива поддршката на Бугарија и политичка и безбедносна разузнавачка да биде спроведен тој процес. Не можам да кажам дека имал баш така спакуван предлог, меѓутоа имало дискусија од негова страна дека треба да се гради пријателството на одредена основа. Тоа беше една од предлозите. Бугарија го жртвува Груевски за да го спаси Јордан Камчев? Па еве вие ако така викате, така може да се толкува. Јас не можам да го тврдам тоа бидејќи не можам до крај да потврдам дека токму така било предложено нешто од страна на владата на Борисов. И доаѓа до заострување на односи со Бугарија. Тоа оди постепено. Првото несогласување е токму тоа од нашето одбивање за почесен конзул и потоа има неколку работи кои што доведуваат до таа точка, меѓутоа мислам дека тригерот, дека во моментот кога има две работи. Прво, Бугарија не очекуваше дека ние ќе го склопиме Преспанскиот договор. Мислам дека тие до крајот не очекуваа дека навистина ќе се случи, како и многу други, не само Бугарија. Освен што беа изненадени, беа разочарени, беа исплашени, мислам дека беа повредени што имате таков договор со Грција, имате таков договор со Бугарија. Да, сметаа дека е тоа и тоа Радев отворено го кажа неколку пати. Во тие разговори на средба и со Ковачевски и со други официјални лица дека премногу е општ договорот за добрососедство со Бугарија, нема никакви цврсти обврски на било чија страна, од друга страна грците имаат договор со јасни обврски, меѓутоа ние да не заборавиме договорот, Преспанскиот договор решава спор отворен во Обединети нации со официјален медијатор од Метјо Нимиц од Обединети нации со резолуција на Советот за безбедност и решава 30 годишен спор кој што претходно имал времена спогодба. Кога Европската економска заедница вели дека не е способна да го реши и ја упатува Македонија решавањето на спорот да го бара во Обединетите нации. И ние имаме една времена спогодба под која што Грција се согласува да станеме членка во меѓународни организации по тоа име. Под превремената референца. И
Значи и многу други нерешени прашања. Ние со Преспанскиот договор практично ги решаваме односите со Грција комплетно. Вие не сте свесни дека со Бугарија имаме исти такви проблеми. Па Видете? дури посилни, пожестоки, или бугарите цело време вас ве убедуваат дека тие се благонаклоно кон вас настроени, дека сте пријателски Ние сме настроени. имале пријателски односи во тој период. Јас можам да ви кажам дека се до овој случај со Камчев. во мај 2000, па сега тоа е една од работите. Маричич, имате затворена седница на влада. Мислам сега ме терате и детали да кажеме да обяснам. Имате затворена владина седница. Да, сите дипломатски прашања се решаваат На затворена владина седница. Да. На кој се гласа дали Јордан Камчев може да биде почесен конзул на Бугарија во Македонија. Има, да. Реферира Зоран Заев. Како се гласа на таа седница? Се одбива предлогот. Се одбива предлогот. И тоа е шлаканица во лице на Бојко Борисов. Тоа не го свативте тогаш во тој момент така? Ама видете, јас не мислам дека не беше сватено така и дека беше објаснето зошто. Или олигархијата беше станала посилна од македонската влада, бидејќи Јордан Камчев е браната, следува процес на Комерцијална банка. Тогаш претпоставам дека Заев оценува дека треба да ја спаси Комерцијална банка од можен бугарски уплив и бугарско купување од Бојко Борисов и екипата на Бојко Борисов. Значи, тогаш мислам дека се разбира и целата идеја На Бојко Борисов. на Бојко Борисов и мислам дека едноставно не можеше да се реализира таа идеја и влегуваме во една друга во едни други води кои што завршуваат ние дури без најава. Јас ако ви кажам дека кога беше ветото на Франција на Макрон, Сакам тука да додам. Бугарија е охрабрена од Франција? охрабрена е на начин што видите, по Преспанскиот договор сите беа на наша страна дека мора, особено Германија. Германија го предводеше тој процес. Имате референдум Ангела во Меркел Македонија. лично, да, ние ги почнеме преговорите веднаш. Тереза Меј, Ангела Меркел, Така е. Урсула фон дер Лајен како министр. министар за одбрана. Освен Доналд Трамп тогаш, кој не дојде во Македонија, значи немаше и Владимир Путин немаше политичар кој не дојде во Македонија да ви убедува или да ги убедува македонските. Могерини неколку пати, Јункер и така натаму. Меѓутоа, Хан да не збориме. Тогаш немавте ветување дека Преспанскиот договор Имавме. значи влез на Македонија и во НАТО и во ЕУ. Каде Не се влез во ЕУ, туку почеток на преговорите. Зашто не? И тоа Заев го слави во авион, нели тоа е она легендарна Ама тоа е фотографија. почеток на преговорите, тоа сакам да кажам. Тоа е И тоа беше дел од пакетот и кој што го Солве разговара. направија. Ма видите, Тамо е тоа со сакам. Кочан Ѓушев, тамо е со Никола Димитров, ако не се лажам. Јас сум И таму со- исто, само и не вие се сте не гледам, и да. Буер Османи. Да. Значи, што сакав да кажам? Ние влеговме во тој процес, нормално, примерно беше членството во НАТО, бидејќи за тоа беше краток. Кој ви периодот. ветува дека ќе почне да преговори со ЕУ? На кое ниво го добивате тоа ветување? Па на највисоко ниво од најголем број од државите членки. Еве ви кажав Германија, Вики Мицкоски вели, Австрија, Мицкоски вели, ние нема да бидеме наивни како Буер Османи, Бојан Маричич и Димитар Ковачевски. видите Франција. Вие бевте наивни на тоа ниво, на тоа не. ниво кога некој ви Па ветува. сега видите Времето вели дека сте биле наивни. во овој контекст може и така да се чита, но ние го имавме на маса членството од НАТО и договорените чекори кои што беа договорени и во кратки рокови се Значи остварија. ветувањето на овие најсилни лидери во Европа вредат како некој ветување на овие шибицарите Имаше- на камени мост што играат Васко имаше сериозен Со шкорчење. конфликт внатре во ЕУ. во ЕУ околу формирањето на претходната комисија, Европска комисија. Ова ни го раскажува Тимерманс, сигурно го знаете, он беше долго време подпредседател на Европската комисија од Холандија. Значи имаше сериозен судир околу именувањето на точно претходната 2019 беше Јункер, значи Јункер кога беше. Да. Имало договор кај што требал баш Тимерманс од социјалистите да биде назначен за председател на Европската комисија и еден дел од новите држави членки, вклучувајќи и Хрватска, Латвија и така натаму, Не согласно. го блокираа тој процес, иако има веќе јасен договор меѓу Макрон и Меркел да биде Тимерманс. И потоа Макрон јасно изјавува на тие состаноци дека заради ова Франција ќе има резерви во однос на политиката на проширување во иднина, но Меркел беше убедена, тоа можам да го тврдам бидејќи сум бил присутен на повеќе средби, дека може да го убеди Макрон да ги почнеме преговорите и знам дека се обидуваше, тоа беше сериозна драма. Значи вие ветување од Меркел имате. Имаме, да. Дека Македонија ќе почне преговорите.
Имаме и гласање во Бундестагот за да ги почне преговорите. Јас сум присутен таму во Берлин кога се Да случува. кажете дека противењето или суетата на Макрон е причина зашто Македонија не ги почнува преговорите со Европска унија, тоа е едно и дека Судирот меѓу нив, концептот на проширувањето, Тогашната погледот на проширување. Стео Пенаровски во едно телевизиско интервју вели дека тој му кажал на Макрон или му сугерирал на Макрон да провери како се однесува тогашниот француски амбасадор во Република Македонија и со кои разузнавачки структури има редовни комуникации, првенствено мисле ова завиша кон групација која се нарекома тоа е едно разузнавачко милје кој порано е на видни функции во агенциите за разузнавање или безбедносните агенции во време на Ѓорги Иванов. Значи, сламка за спасување, за дишење, кислород, е тогаш француската амбасада во Република Македонија за владата, односно за ВМРО-ДПМН и тогашното ново раководство на ВМРО-ДПМН. Франција значи спроведува една сериозна операција и да ја блокира Македонија, а бога ми да направи промена на власта за да се дојде на таква ситуација. За жал мислам дека беше еден изблик на нивните внатрешни несогласувања. Зошто го мислам тоа? Затоа што ова се случува крајот на октомври 2019 година, а веќе во март 2020 година, кога почнува корона кризата, они носат политичка одлука дека ние може да ги почнеме преговори. Тоа ние што го баравме во октомври, го добивме 6 месеци покасно, во меѓувреме ја развија онаа методологија, нова методологија која што развија многу брзо. Па и оставката на Зоран Заев, па распишување на предвремени избори. Да, меѓутоа тоа сакам да на кажам. предвремените избори поради короната. Веќе довербата е нарушен, да. И ние мислам дека тоа бугарите го сваќаат како знак дека ова не е толку клучна работа како што им се прикажуваше до тогаш и дека можете тие да ги истакнат своите. Значи Макрон всушност индиректно ги охрабрува бугарите. Значи не можам да тврдам дека е директно, не би било коректно затоа што немам такви информации, но видовме после тоа дека Франција многу брзо свати. Затоа што ако се сеќавате имаше... Па ние од француско вето за една година доаѓаме до француски предлог. Да, меѓутоа во меѓувреме има... Толку ли е суетен Емануел Макрон? Па, сега, не е моје да го коментирам францускиот претседател, само би кажал дека се вида на дело, дека се работи за нивни внатрешни недоразбирања, кои што многу брзо потоа ги решија. Ако станува збор за така суетен човек, кој е еден од авторите на францускиот предлог, да не речем француски предлог се нарекол бидејќи тој е формално правно носител. Тој инсистираше на тоа, дури и чешкото претседателство мораше да спомне дека е тоа француски предлог. Како Мицкоски ќе биде така суетен човек дека треба да се менува францускиот предлог? Не, тешко. Јас затоа велам, мислам дека има други точки на кои што нашата нова влада тешко или вас не бива, Мицкоски го бива? Ќе видиме, но знаете што е проблем во механизмот? Ете сакаме направат сол после ова интервју. Се има, ја мислам дека ова емисија ќе има поише плюкачи отколку што ќе има гледачи, па тама ќе има коментари, па кај го најде овој, па ја продаде државата, па направила, ја продавте ли државата? Јас ќе ви кажам дека сите овие работи што сме ги направиле, ќе го издржат тестот на времето и ќе бидат најдобра заштита на државата. Па денеска Преспанскиот договор е најголем, ремек дело дипломатско. Францускиот предлог може ќе биде дипломатско ремек дело за година дена од сега. Продавате ли држава? Не. За колку на пример вие продале? Нема таа. Ама вас не ве бива ни држава да продаете. Вас не ве бива ни држава. Значи и некој да се некој да се сомне дека сте продале вас за тоа, како вели Мицкоски, тој не е наивен човек како вас. Ковачевски. Јас ви тврдам дека она што го направивме со францускиот предлог беше единствено можно решение во тој момент. Ете, тоа е ВМРО-ска. И до денеска ќе видите дека е така. Тоа е ВМРО-ска мантра. Гледате, тоа е ВМРО-ска мантра, они не сака. И времето ќе го покаже тоа. Они не сака вас да ве спомнат, нели? Но го вадеа Бојар Османи како веле. Не може Бојар Османи албанец да преговара за идентитетот на македонците. И прото нели мислејќи на вашето српско презиме, предпоставам дека става тука правеа некоја бланда, дека само македонци и македонци. Јас сум македонец, па добро, нели презиме, тоа е оставштина нели во нивното размислување. До кога Николич, до кога Стошич, до кога ова ќе не бидат главни тука во Република Македонија. Јас сум тука роден и тука живеам. За на крај да завршат во најсрпска преградка што постоела во Македонија од Балканските војни 12-13 година. Толку ни Тодор Александров не преше договор со кралот Александар Караџорич, колку што прави ВМРО-ДПМН со Александар Вучич. Во францускиот предлог се содржани сите напори што претходно ги правеа и Германија, Португалија, Словенија, сите тие претседателства и во тој момент тоа беше единственото можно решение. Што баравте вие на пример? Гледате, целиот проблем, од страна, целиот проблем во францускиот предлог од сериозни политички, посебно историски, културолошки,
етнички конфликти се сведени на малцински проблем помеѓу Така е. Македонија и Бугарија. Така е, само еден мал вовед за ова што го кажавте за Макрон. Мислам дека Макрон не суета, туку чувствуваше долг, Кон грижа на Македонија? совест кон Македонија, за да го направи токму Франција ова дело, бидејќи за жал не успеа, пак ќе речам за жал, ни Германија, ни Португалија, ни Словенија не успеа да ги надминат разликите и да ги почнеме тогаш преговорите. Ете, малце ме чуди ова за Ангела Меркел што кажувате, бидејќи на незината последна меѓународна голема средба, тоа е она Бледска конференција, тоа е некаде септември месец, неколку месеци пред таа да замени од канцеларската позиција. Јане Санша тогаш е премиер на Словенија, ако не се лажам, Словенија председавач со Европската унија. Јане Санша бара на таа Бледска средба да биде изгласана одредена клаузула или одредена форма, кај што временска рамка дека на државите од Западен Балкан, тогаш Абер нема за Украина и за Молдова, не е почетена војната во Украина, дека на државите од Западен Балкан им се гарантира дека од 2030 година ќе станат составен дел на Европското уније. Ангела Меркел го одбива тоа, не сака да прифати никаква Затоа што знае временска рамка. кој седи на масата заедно, знае дека тоа не е прифатливо за еден број на луѓе Како? на масата. Кој е сега автор, архитект на француски предлог? Александар Адам, советникот на Макрон. Тоа е човекот што доаѓаше во Скопје повеќе пати, разговараше со нас, разговараше во Со Софија. него ли се овие тајни средби на 5 на 6 кад во Министерството за надворешни работи? А не, видете, не знам, јас го сретнав во премиерскиот кабинет повеќе пати, кај мене во Со кабинет. кој се имате тајни средби врзани со француски предлог? Нема, многу средби имало, не се тоа тајни средби, тоа Имате се ли? работни средби кои што не излегле Еве надвор, во јавност. надвор од рефлекторите, значи не се пред рефлектори, надвор од очите на јавноста. Видете, имало Освен Александар Адамс, кој доаѓа? Александар Адам ја предводи таа делегација, доаѓаат уште тројца, четворица од Министерството за надворешни работи на Франција неколку пати во формулацијата на текстовите и деновите кога ние одбиваме, значи некаде тоа е Кој бугарите прифаќаат? крајот на јуни, Бугарија А ние прифаќа, ние одбиваме. одбиваме. Има една средба динамична и драматична во Охрид, една вечера кај што Шарл Мишел го представува првичниот предлог на нашето државно водство, кај што ние кажуваме дека ова не е прифатливо за нас и објаснуваме цела вечер од кои причини. Што не е прифатливо тоа? Прифатливо? Па, таму беа практично прифатени оние двете клучни бугарски барања, да во преговарачката рамка стојат протоколите и тоа наведени со име и презиме. Овие што ги подпишува Никола Димитров, кој сега е против францускиот предлог и против преспанскиот договор што го има подпишано. Па не знам дали е против преспанскиот, Па има подпишано, не може да биде. ќе секнат грантовите американски, како смее да каже дека е против преспанскиот договор. Но тоа е една работа, значи они ги ставаат, ги редат сите, инсистираат да бидат протоколите наведени и втората работа беше уставни измени веднаш пред било каква меѓувладина конференција. Ние рековме дека тоа е невозможно, имаше и околу јазикот фуснота или нешто. Такво ние го одбивме тоа во старт и практично само е ова битно да се знае дека ние до мај месец, значи од јануари, од кога почнуваат разговорите со меѓу Ковачевски и Петков, до мај функционираме речиси без посредништво. Значи тоа е јануари 2022. Втора. До Од мај јануари до 2022. мај речиси без посредници преговараме. Значи имаме 3 или 4 клучни средби, Со кого? едната меѓу Петков и Ковачевски и тимовите, да речеме. Добро. Вие со кого преговарате? Кога Ганчевска, мислам дека Теодора Генчовска доаѓа, Весела Чернева, неколку луѓе се таму. Кога Генчевска поднесува оставка, да треба да биде министер за одбрана, па не е министер за одбрана, става да биде министер за надворешни работи, кога Теодора од партијата на Слави Трифунов, значи. Да. Кога таа поднесе оставка, ја обвинува владата на Кирил Петков дека преговорите со Македонија ги води Весела Чернева. И дека вие и Весела Чернева всушност сте го договориле францускиот предлог. Кој е Весела Чернева? Весела Чернева е важен човек во еден think tank, исто така дел од системот на отворено општество, тоа е Европски совет за надворешни работи и долгогодишен советник на Министерство за надворешни работи во Бугарија во повеќе влади. Сега дава пред месец и пол дена интервју, Имаше кај што вели текст, да. пред месец и пол дена кај што вели дека ако војната во Украина биде изгубена, тогаш целиот процес на проширување на Европската унија ќе застане. Да. Затоа што Вие со Весела Чернева ги воите, значи во рамки на Видете, Сорос. ние комуницираме со Весела. Весела е советник на Петков. Јас сум вице-премиер за европски прашања. Значи имаме Таа е бугарскиот играч.
Таа е учествувал во една од преговорите. најблиските соработници на Кирил Петков и учествува директно во негово име во тие разговори. Меѓутоа, имавме комуникација со неа редовна, Османи комуницираше, јас, Ковачевски директно со Петков и нормално со Генчовска. Меѓутоа, таа ни беше една од Марисо, точките за комуникација. Бугарите инсистираат на две работи, протоколите и прво уставни измени. Па потоа меѓувладина конференција, ние тоа го одбиваме и го отвараат прашањето за јазикот. Вие инсистирате тогаш на одложено примена на француското? Тоа беше нашето барање, одложена примена. Тоа што Мицковски го сака сега, вие го барате во преговорите со Бугарија, одложена примена на францускиот предлог. И велиме на старт на разговорите, му велиме на Петков, доколку не сте подготвени. Тоа беше во јануари, првата посета негова во Скопје, доколку не сте подготвени за да го прифатите македонскиот јазик и да оставите да функционира во ЕУ како службен јазик, немаме зашто понатаму да разговараме. Тој тогаш изразува подготвеност и вели нема да ве спориме по било која основа и тогаш преговорите течат во неколку сесии, има една во Брисел, една во Минхен, две се во Скопје, две во Софија, така некако од прилика. Доаѓаме до една точка, комуникацијата прекинува. Сте се изнашетеле? Не, тоа биле настани кај што сме искористиле прилика да се видиме. Например, во Брисел имаше самит на НАТО, па искористивме прилика да се видиме. Во Минхен е онаа позната безбедносна конференција секоја година, таму исто така, значи не е тоа посебно. Она што сакав да го кажам е дека комуникацијата престанува Васко кога Петков доаѓа на отварањето на бугарскиот клуб во Битола. И од тој момент практично тој мисли дека на тој начин ќе ги задоволи радикалите во своите редови и дека ќе престане, ќе стиша онаа кампања против Весела и против него и против сите кои што беа за договор. За жал не го постигнува тој ефект, меѓутоа довербата се нарушува и прекинуваат контактите. Тогаш се вклучува француското медијаторство поинтензивно, бидејќи Александар Адам бидејќи сваќаат дека е невозможно ние сами да го постигнеме тој договор и тогаш почнуваат нивните неколку посети, после што доаѓаат со текстови, предлог текстови на кои што ние даваме забелешки. Така течел процесот. Сега, кога го представува Шарл Мишел, првиот предлог на Макрон во Охрид, ние се отворено го одбиваме и тоа го соопштуваме. Тој нормално не кажува дека може нема да има друг предлог, може би овој ќе биде единствен, ние викаме ако е тоа тука завршува, тоа го објави Ковачевски во Брисел, но од тој момент започнуваат да се вмешуваат другите држави членки кои што имаат желба да се донесе овој договор. А и не членки. Како? А и не членки, како Соединетите американски држави. Во тој момент се вклучуваат и Соединетите држави, и британци. На кое ниво? Например, американците на ниво на Ентони Блинкен или на пониско? И Блинкен, меѓутоа и Ескобар неколку пати доаѓаат во тој период. Така што тогаш се случува и она Преспа форумот, тој дојде тогаш во тој период за Преспа форумот, меѓутоа и се вклучува тоа веќе направена промена на власта. Олаф Шолц претпоставам тоа сакав да кажам. Клучниот повик се случува кога Олаф Шолц се јавува на Ковачевски и кога вели дека и Германија ќе влезе во овој процес, значи не е ова веќе само како медијатор, значи француски, германско, американски, значи како вела тројката која учествува француски предлог. И кај што му вели на Ковачевски ве молам да ги дадете вашите конкретни забелешки на првичниот предлог. Ние тогаш подготвуваме еден документ кој што го доставуваме до и му ги соопштува и телефонски, меѓутоа му ги испраќаме и на Шолц и на сите останати и тогаш се случува модификацијата на францускиот предлог, првичниот, каде што за уставните измени добиваме одреден рок, нормално добиваме едно прашање што е за вас најбитно за да успеат овие преговори. Ние велиме македонскиот јазик, односно да стои во преговарачката рамка како македонски јазик без никакви додавки, фусноти и така натаму, и Бугарија да покаже на дело со подпис на Фронтекс договорот дека не е против. Сакате кажете дека ако беше прифатен бугарскиот предлог, прво да бидат направени уставните измени и да бидат прифатени протоколите, а после да почнат овие пристапни преговори на скрининг и така натаму, дека немаше договор за Фронтекс со македонски јазик да биде изгласан? Немаше, тоа беше дел од така како што беше представено. Значи вие инсистирате на одложено, Бугарија инсистира на предварително, значи првенствено, значи прво тоа, па после све останато. Имаше некои идеи што не беа прифатливи во смисла на, не знам, да биде временски ограничен, во рок од 3 години, во рок од 5 години. Но сакав да кажам само уште ова.
Кога Бугарија добива прашање, што е за вас најважно од целиот овој пакет, они викаат уставните измени за внес на бугарското малцинство во Зошто? Македонија. Што, например, 3.500, што на нив, например, би значило 3.500 бугари? Тие велат дека цел македонски народ до 44 година бил бугарски народ и дека подоцна станува еден ден се осознава и со помош на Тито и на Коминтерната станува македонски народ. Одеднаш имате, според мене, едно драматично менување на позицијата, кај што велат дека тие сакат бугарите кои Тито не успеал да ги македонизира, а тие се 3500 на број, да влезат во македонскиот устав. Видете, Која е скриената агенда на Бугарија кој се крие за тие 3500, бидејќи ВМРО постојано бара и наоѓа скриена агенда на Софија во однос на тие 3500. Видете, ја не мислам дека има некоја скриена агенда што не се гледа со голо око. Мислам пред се дека е тоа желбата на Радев, но и генерално на бугарските политичари да покажат дека договорот за добрососедство е еднакво тежок како Преспанскиот договор. Затоа нели и ние која правиме наши политичари која прават вели се дека ако Преспанскиот договор е нешто феноменално, како тој го нарекува ремек дело на европската дипломатија, дека ако тоа е ремек дело, тогаш и францускиот предлог да биде спроведен врз база на тоа ремек дело. А тоа значи да бидат изгласени уставните измени, а да бидат применети по ратификација во бугарскиот парламент. Видете, во НАТО, знаете како, тоа е паралелата со нашето членство во НАТО. Тоа беше прашање на недели. Румен Радев исто сака договорот помеѓу Македонија и Бугарија да биде решен врз база на некој преспански договор. Значи, Мицковски всушност на некој начин се допира на исти стојалишта со Румен Радев. Затоа мислам дека е опасно да се прават такви едноставни паралели меѓу Преспанскиот договор и францускиот договор. Затоа што тоа подразбира нов договор. Затоа што обсесијата со уставни измени и таа обсесија или тоа беше отворено всушност од страна на Радев и тие политичари за да се свати сериозно договорот со Бугарија, за да има нешто што е направено како исчекор кон бугарската заедница. Малку ме чуди. Бидејќи Васко немаат веќе бугарите што да бара јазикот кој што го презентираа они. Да ние ревидираме историјата, не проаѓа на европска сцена, не проаѓа никаде. Три работи ми се битни, ми се интересни. Бугарите се плашат од Преспанскиот договор, бидејќи не сака името Северна Македонија, бидејќи тоа би можело да значи претензии или некоја источна Македонија, која е Пиринска Македонија. Илинденска Македонија предлогот меѓу другото пропаѓа и заради Бугарија. Бугарија се спротивстава, значи не го прифаќа името Северна или скратеното име, не Република Северна Македонија, туку Северна Македонија. Бидејќи тоа инклинира да постои и јужна, да постои и источна. Источна Македонија е Пиринска Македонија. И тоа беше дел од францускиот предлог, тоа е дел од пакетот. И одеднаш бугарите сега повторно се повикуваат на Преспански договор, го посакуваат Преспански договор, Рубен Радев мафта на средби со Ковачевски и со други представници на македонските власти и вели дека зошто македонско-бугарските односи да не се решат или да се регулират со некој Преспански договор. Тоа малце ме чуди. Бугарите од плашење и страф од Преспански договор сега го барат Преспански договор. Тоа значи пролонгирање на процесот или суштинско некоја барање. Тие сметаат дека веројатно дека слабо се договориле во 2017. Дека не ни наметнале никакви обврски, не ни беше намерата тогаш да се врата 2017. Па да, затоа мислам дека ама наша победа е тоа што успеавме да ги затвориме прашањата со францускиот предлог. Тогаш мислите дека има договор помеѓу ВМРО, ДПМН и бугарската страна и Румен Радев, бидејќи Бугарија всушност го спори. Не спори ни Преспански договор, не спори ни француски предлог, спори договор за добрососедство од 1 август 2017 година. Не би сакал да верувам во такво нешто. Сакаше потписи да собира, референдум да прави така натаму. На крајот на криштото. Тој договор може да го откажи со еднострана. Ама не е така едноставно да ги откажувате, не е така едноставно. Па тоа не беше Мицкоски. А и Борисов е еден од подписниците, ако ја формира он владата таму, нема да биде тоа така лесен процес. Како и да е, мислам дека барањето на повторни разговори со Софија нас ке не вовлече во еден тунел од кој што тешко ќе излеземе. Како медијатор ви се јавува Виктор Орбан. Има некои најави дека почетокот на ноември по завршување на изборите во Америка би можела да има некоја средба Мицкоски, Румен Радев со посредништво на Виктор Орбан, може да се случи, а не имаше на 7 ноември ќе има во Будимпешта. Таква има некоја најава сега, да видиме дали ќе се случи или нема да се случи, но тоа значи зошто бугарите би прифатиле? Па тоа сакам да кажам, нема никаква логика. Бугарите би прифатиле само под други отстапки. Ако ние дадеме некакви други отстапки. Бугарите постојано ни велат тоа не е проблем веќе со Софија. Така е. Тоа е проблем со Европската унија. Тоа е за жал точно, Васко, затоа што ние имавме меѓувладина конференција кај што сите ја прифатија преговарачката рамка и заклучоците од
на Европскиот совет и од тогаш тоа станува став на цела Европска унија, не само на Бугарија. И тоа е нашиот проблем кога ги отвараме овие прашања, да повторно разговараме, повторно и повторно. Стево Пендаровски на 2 дена, на 3 дена пред прифаќање на францускиот предлог во Брисел, вели дека нема ништо од договор. Интервју за ТВ24. Не го информиравте Пендаровски за ништо? Целосно беше информиран, сега не можам... Или е скептичен по природа, па гледа црно на работите? Може би оставил простор, не знаејќи дали и како ќе испадне на крај, бидејќи до последен момент не беше јасно, ние се трудевме да правиме измени, нормално, така е во преговорите, и додека не се случи нештото не може да тврдите, но бил информиран за се. Тоа сум сведок на тоа. И Никола Димитров кој е против францускиот предлог, но го прифаќа и го потпишува првиот протокол со Екатерина Захариева околу 3 историски личности: Гоце Делчев, Илиненско или Настан, Илиненско восстание и Цар Самуил. Не само тоа, Васко. Никола, јас многу сум бил близок со него и сме соработувале и се знаеме многу добро. Значи, тој ви го донесо како амстердамска тројка во процесот на шарена револуција. Јас ви кажав, значи, шарената револуција или тој процес не припаѓаше на еден човек, туку на многу луѓе кои што дадоа свој придонес. Така што еве он бил, да речеме, дел од реформаторите на ВМРО. На крај сите во ВМРО се вратија или сите ги понудија своите експертски услови или амстердамски услови на ВМРО ДПМН. Никола учествуваше и во португалскиот предлог, и во германскиот, и во словенечкиот, че имаше, он беше вграден во сето тоа, во тие разговори. Што мислите на словенечки предлог, на тој планот Јанша? Да. Значи, тоа значи враќање на Груевски во Република Македонија. Не знам за тоа. Тоа не знам дека подразбирало тоа дел планот. Non-paperот на Јанша, да го дефинираме, имаше non-paper на Јанша. Да. Со редефинирање на границите на просторот на Тоа ако мислите, не. Тоа беше одбиено многу едноставно. Никој не прифаќаше дека е автор, а никој не негираше дека не постои. На средбата во Брдо, на самитот што го имаат таму, прават обиди да го убедат Радев да ги отпочнеме преговорите, и има и неколку средби каде што отворено се настапува кон него, не успеваат. Така што на тоа мислев кога реков словенечките напори. Меѓутоа, сакам да кажам дека сите тие работи што биле и 5+1 планот и се она што било дискутирано до јануари 21 било наша појдовна основа во разговорите 22. Значи ние 22 само сме превземале кај што застанала претходната влада. Против што е тогаш Никола Димитров? Не можам, ќе треба со него да разговарате. Гледате, Маричич, Никола Димитров е министар за надворешни работи кога се потпишува Преспанскиот договор. Така е. Тој е потписник на Преспанскиот договор. Точно. Македонската јавност можеби не знае, има еден застој во преговорите помеѓу Коцијас и Никола Димитров кој трае веројатно 2 или 3 недели, која ги заладуваат односите. Да, тоа е крајот на преговорите. Која крахира всушност преговарачкиот процес околу Преспанскиот договор. И кога излегува од игра Никола Димитров. Доаѓа до една точка каде што веќе не може да разговараат, не може да се... Коцијас и Никола Димитров. Да, и прави Коцијас еден обид да разговара со Бујар Османи, пренесува неколку пораки. Тогаш Бујар Османи е вице-премиер за европски прашања. Не функционира тоа така, и тогаш веќе кабинетите на премиерите Заев и Ципрас, поточно советниците за надворешни работи Дане Талевски и Калпадакис од грчка страна влегуваат во разговори, а финалето нормално последните 10 дена директно разговараат Заев и Ципрас. Да. Значи, на крај, за да бидеме честни, многу потпишува Никола Димитров. Да, и не само тоа, за да бидеме честни кога веќе вадиме детали од тој процес, дека паралелно на македонска страна имаше политичка координација на неколку луѓе, 6-7 луѓе и дипломатска помош од една екипа дипломати од МНР во разгледувањето на предлозите. Значи, и кога разговарал Заев со Ципрас и кога разговарал Димитров со Коцијас, секогаш сме имале после тоа координација за заедничко утврдување на ставовите и затоа на крајот се потпиша. Сега Никола Димитров е против францускиот предлог и еден од играчите кои веројатно го убедува Мицкоски при евентуална победа на Доналд Трамп во Соединетите Американски држави дека ќе може преку Ричард Гренел да му избоксира одложена примена на францускиот предлог. Можеби, јас знаете како, гледам дека се труди новата влада да најде некој начин и пријатели како да ги седне на маса бугарите или како да го отвори тоа прашање, но мислам дека тешко ќе успее во однос на одложеното дејство.
Јас мислам искрено дека треба да се фокусираат на други две работи. Едната е да ги погледнат или да ги реафирмираат или променат заклучоците што ги донесовме во јули 22 кога го прифаќавме францускиот предлог, каде се наведуваат обврски за нашата влада и за секоја влада да истапи од преговори ако има притисок поврзан со идентитетските прашања, да нема нови барања и така натаму. И второ, многу битно, една од обврските со тие патокази роудмапи, кои што го има и претходно во предлозите на португалско, германско и така натаму председателство, е Македонија да презентира акцијски план за заштита на малцинствата на почетокот на преговорите во делот на кластерите. И има една верзија што е подготвена на тој акцијски план. Мислам дека шансата, добра шанса е ако на разговори со новата бугарска влада во тој акцијски план се дефинираат сите обврски поврзани со заштита на бугарското малцинство. Знаете што бараа они, да нема говор на омраза, да нема едно друго, ништо спорно. Да. Таму да се заклучи дека нема да има нови барања, мислам дека тоа ќе биде добро. Ако веќе бараат излез. Има 14 или 15 пресуди на судот во Страсбур околу македонското малцинство, околу организациите на македонците во Бугарија. Ни една од нив нема реализирана бугарската држава. Тамо се отварат одредени процеси. Притисокот брз Бугарија не само во однос на македонското прашање и македонското малцинство, туку воопшто околу малцинските права во Бугарија од страна на Европската унија и на меѓународната заедница се засилува. Бугарија треба да влезе во Шенген зона, Бугарија треба да влезе во еврозона, Бугарија треба да добие одредено количество на пари, како вели Александар Николовски. Бугарија не е стара држава како што е Грција со силна меѓународна улога и роља, дека нормално дека и послаба економски држава, дека треба само да секнат европските грантови за Бугарија и за 24 часа ќе биде решено македонско-бугарското прашање, но може ли да се очекува сериозен притисок врз Радев и врз Бугарија да ги прифатат постоењето на малцинствата, паремесено мислам на македонското малцинство во Република Бугарија, да е тоа предмет на некој нов пакет кој би го преговарал Виктор, не знам колку има и сила Виктор Орбан. Не може сам Орбан не може тоа. Мислам дека ќе мора да има и вклученост од западните, да речеме, држави. Ова е некоја нивна роденденска забава без некоја сериозна меѓународна поддршка? Која мислите ова? Ова во наводници Фрчковски која дефинираше роденденска забава, нели? Не знам што кажал професорот Фрчковски. Не мислам на ова, не генерално за штулуѓето дека тоа е роденденска некоја. Не, видете, Орбан има обврска да се обиде бидејќи председавач со ЕУ. Тоа не е спорно дека има простор и основа. Ама не мислам дека само он ќе успее да го затвори ова прашање. Бидејќи, да не забораеме, Борисов е еден од тројцата главни играчи на Европската народна партија во Југоисточна Европа. Заедно со Пленковиќ, Мицотакис и Борисов. И тоа се луѓето кои што мора да и работат интензивно во тие рамки. И се на друга страна од ова. Мицотакис преговараше или беше представник на десните партии во преговорите за формирање новата Европска комисија. Така. Захариева требаше да биде нов еврокомесар, имаше одредена расправа, имаше обвинување, нели, од европратениците, тоа Factor.bg го пренесува околу некои 8 милиони евра македонски пари околу разни лобирања и така натаму и така натаму. Се спомнуваат имиња на разни македонски тајкуни. Видете, Захариева имаше една сериозна улога во подгревањето и во разгорувањето на проблемите меѓу нас и Бугарија, за жал. Беше платена од тука? Не можам да тврдам. Мислам, тоа е многу сериозно. Тоа добро се дали имате. Видете, има во Европскиот парламент процедура сега за секој комесар и се што имало ќе излезе на површина. Таму немало случај, бидејќи многу темелно ги проверуваат сите луѓе и немало случај до сега да не излезе. Имаше за Шуица, што беше од градоначалничка на Дубровник, исто одредена, нели, афера за оној словенецот. За Словенката имаше сега дека, нели имала некакви пројугословенски ставови и така натаму. Меѓутоа, секогаш, нели, секој има нешто спорно во кариерата, тоа не е ништо ново, некој повеќе, некој помалку. Значи може македонското прашање да ја може. Да ја заврши европската кариера на Екатерина Захариева. Не е исклучено тоа, но затоа велам дека Маричич, треба внимателно. Да го затвориме ова делче за француски предлог за да поставам уште едно 10 прашања што ми стои. Зашто не го ставивте во парламентот на гласање? Тоа мислам дека дали тоа е клучната причина за пораз на СДСМ на изборите на 8 мај 2024? Зошто не го ставите? Овде знаете како во оној вицот, кога дома ќе вишо ќе те направам, кога дома ќе вишо ќе те направам, кога дома ќе вишо ќе те направам, и доаѓа дома. Мажот и заспива. Добро.
И така се сведе СДСМ. Најави, работа, 8 пратеници, 10 пратеници, Јас не мислам дека е пратенички наша носени грешка. во Америка и така натаму и така Не натаму. мислам дека е грешка И вие што не го- го ставате на гласање во македонскиот парламент. Не мислам дека е грешка што го подпишавме или прифативме францускиот предлог, мислам дека е тоа грешка што прво немавме политичка сила да го изведеме до крај за да го помине во собранието, Тош, а второ Зашто требаше сте го- да го ставиме на зошто сте го прифаќале ако сте знаеле како вели Мицкоски? Имаше Зошто шанси сте го- да се Зошто дојде сте до го тоа. прифаќале ако сте знаеле дека не може да биде Видете, ние усвоено во македонскиот кога го парламент? прифативме Преспанскиот договор, знаевме дека ќе има референдум, не знаевме како ќе изгледа гласањето во собранието, меѓутоа одговорноста и тука мислам се согласувам, требаше да го ставиме на гласање, да ги ставиме на гласање уставните измени. Од тогаш Ќе беше надоле сигурно- тргнува колата надоле на СДСМ. Вие покажувате тргнува надоле. некапацитетност да спроведете процес, клучен процес. Ако ми кој дозволите, Ајде, ја ќе би дозволам. објаснам. Значи, има многу други фактори. И мислам дека ја не би сакал, жал ми е затоа што не се одржа оној отчетен конгрес за да кажеме многу работи, зашто вака ќе остане дека Конгрес на СДСМ. Да, дека само заради негласањето на францускиот предлог ние сме ги изгубили изборите, што нема врска со реалноста. Има многу повеќе фактори врзани за тоа. Но Тоа беше стратегија, тука- тоа беше стратегија на СДСМ. тука ќе имавме и на изборите и пост изборите и Така тоа е. траеше се до одвојувањето на Македонија од Албанија. Албанија, така е. Тога СДСМ е менува стратегија дека не е француски предлог причина за губење на изборите, туку француски предлог е главен проблем на ВМРО ДПМН. по одвојувањето со гласањето, Албанија. по гласањето што би го организирале и би било по мене парламентот. неуспешно, Добро. иако би имало притисок сериозен врз пратениците за да се соочат со одлуката, не е некако Чим стран би бил тоа? Ваш, како неуспешна влада или на меѓународна заедница која не може да убеди ВМРО ДПМН во одредена политика? заеднички неуспех ќе беше, но ќе имавме еден политички наратив дека ова е тој европски фронт за кој што се заговараше нели да се формира, дека тоа се партиите што се за ЕУ, И тоа да ви левица, така е. основа дојдете на Апсолутно, избори. ете, тоа ќе ни помогнеше, ништо бидејќи не тоа не направите. се Ама вие случи, ништо не направите. бидејќи тоа не се случи, наративот за Европскиот фронт опаѓаше и потоа веќе знаете што се случи, да не раскажуваме познати работи. Но тоа треба да ни биде лекција и сега и на Која лекција вие не може. лекциите, Вие видете, не може- Васко, Вие не може се доберете до власт наредни. така е, меѓутоа Која да лекција вие? Вас ве закопа доле што се вика. се менуваат работите, тоа ќе види партијата која ќе биде стратегијата за власт. Ја не учествувам. Кој ве во убеди тие- да не го ставате францускиот предлог? Вите имате значи имате три, кога ќе ги гледа човек процесите од надвор. Ви имате 3 или 4 сериозни грешки направено. Прво е негласање за француски предлог. Кој ве убедува да не го ставате Не, француски? никој не убедува, тоа е дилема што ја имаме сите на Добро, масата. што ви сугерираме и, што ви сугерира меѓународна заедница? и они имаат дилема и рекоа како ќе одлучите така, И ви одлучивте да не го ние ставите. одлучивме да не го ставиме и по мене тоа требаше да го ставиме. Кој пресече да не го ставите? Видите, секогаш пресекуваат главните во партиите. Али Ахмети и Димитар Да, Ковачевски. така што тука се донесе одлуката, инаку немаше некој Пресече притисок. Димитар Ковачевски или му каже Али Ахмети? Не, има разговори, донесе одлука, пресече. Не е спорно Тоа е но- едно. Второ, зашто не направен Европскиот фронт? И тамо се фалевте, зборевте, значи немаше интервју кај што не се фалевте. Делот се размислува, приказната, се една прави. причина беше ова што веќе се наруши тој наратив за еден блок и второ беше кандидатурата на Таравари. Значи поттикната од Курти. Албин Курти, вие сестринска партија. Да. Сестринска партија учествува во масакар, во дебакал на СДСМ на председателски на парламентарни избори. Толку ли таа социјалистичка интернационална, вие што сте таму, подпредседател или член на председател? Член на председателство. Толку ли е канта тропа таа социјалистичка интернационална да не може да си ги убеди своите членки, ако не може да помогнат барем да не одмагаат на сестринска партија на изборите во Мислам дека соседна имаше држава. обиди, меѓутоа Курти беше убеден дека тоа е најважно за стратегијата. Шпанија- И ние разговаравме директно со Курти. Шпанија, која е прва одлука, е гласање за прием на Македонија во НАТО, тоа е пролета 2020 година, но ни последен самит, или како би се нарекува во Рим, Да, конгрес. конгрес. Да. Педро Санчес не сака да се сретне со Димитар Ковачевски. Се среќаваат како не има средба. Во Рим И има не, средба. и не сака да учествува
да биде снимена некоја видеопорака, да биде присутен тука на конвенција на СДСМ. Вас ве оставија сами. Добро, ама Шолц ја сними порака. Вас ве оставија сами, па добро, улогата на Санческо е преговарач од Социјалистичка интернационална формирање на новата Европска комисија е клучна. Тоа е новата звезда на левицата, тоа е новата звезда. Поддршката од германскиот канцелар не може да се минимизира. Зошто Педро Санчес не сакаше да го поддржи Ковачевски? Не, видете, не рекол дека не сака. Не ја сними, не успеа, бидејќи има проблеми во Шпанија тој период. Технички има. Не знам дали е технички. Разговаравме со неговиот тим. Што не кажа, ќе му пратевме нашиве камери. Меѓутоа нашиве апарати ќе му ги пратевме да го снима. Меѓутоа во Рим имаше средба. Јас бев присутен на средбата. Ја пуштија ли Европа и Америка низ вода? Низ водите? Не мислам дека не пуштиле низ вода, меѓутоа согледале веројатно дека таа е политичката сила на нашата партија и тоа е што е, не може без разлика што се придаваат, нели, предимензионираат некои работи. Треба да имаме и реална слика. Јас мислам дека нашиот проблем не треба да го бараме во меѓународната заедница. Димитар Ковачевски кога е најавува, нели, формирање на ПСЕО техничка влада, кога најавува, нели, заменување крај на јануари од премиерската функција, повикува на формирање на Европски фронт. Али Ахмети повикува на формирање на Европски фронт и вие велите дека Албин Курти може да го излечи Арбен Таравари, а 2 дена пред изјавата на Арбен Таравари дека ќе биде кандидат за председател нова здружена албанска опозиција, тој има средба со Димитар Ковачевски во седиштето на СДСМ, кај што продолжува функционирањето на коалицијата помеѓу ДУИ, СДСМ и Алијанса на албанците. Што би се случило во 2-3 дена? Која е таа сила што може да го натера Арбен, ако на еден нестабилен политичар од типот на Арбен Таравари, вие темелите формирање на Европски фронт, па тогаш вие сте биле, значи, ептен село без кучиња. Многу е лесно да не сега од после вака да не удирате и критикувате, меѓутоа реалноста беше. Ќе ве погледам ако треба. Ќе ви речам, не се секирај по 10 години 15 кога дојдете на власт. Има време, млади сте и така натаму. Ќе се надевам ќе имате прилика овие работи се да му ги кажете на некој актуелен функционер во СДСМ, бидејќи јас Нема, вие сте како комунистичка партија на Северна Кореја, еден лидер имате, сега председател на градска и ништо друго од органите на партијата не се формирани. Затоа ве разбирам дека имате потреба на мене да ги кажете овие работи, но вистината е дека ние бевме во една веќе фрагилна ситуација, ранлива, кај што и ДУИ имаше проблем со луѓе излезени од своите редови во влен. Ама вие кога е конфликтот во ДУИ, вие сте конструктивни кон ДУИ. Кога ДУИ немаше контрола врз Таравари, јас тоа се обидувам да ви го кажам, дека ние бевме на средба крајот на јануари во хотелот Хилтон, таа средба излезе во јавноста со слика. Таму бевте и со Албин Курти. Каде што Курти соопшти дека опозицијскиот блок во Македонија, албанскиот опозицијски блок, ќе има председателски кандидат Арбен Таравари. Без разлика на што, дали ќе биде негов нормално, он даде поддршка на Таравари, Таравари се уште се двоумеше. Тој го кажа Албин Курти на оно кафе. На таа средба, да. И неколку дена подоцна тоа се објавува јавно, значи они не криеа дека имаат желба да имаат председателски. Значи тоа палење на ДУИ Таравари не е под контрола, села за еден села не е под контрола. Добро, за еден села остана во коалицијата до денес. Операцијата успешна, пациентот мртов, значи однесувањето на ДУИ. Затоа велам, треба да се направи, ако не е направена, една сериозна, детална, длабока анализа за да не се повторуваат грешките што сме ги направиле. Инаку, целиот тој период практично беше вовед во тие резултати. Ја не можам да ви кажам дека се сме направиле правилно, а сме завршиле на 18 пратеници. Овој период минатата година е средбата ке Стојан Пендаровски. Таа што велите неколку средби на кои вие сте. Повеќе средби има, повеќе средби. Не едно од тие повеќе средби се разговара за враќање на Никола Груевски во Република Македонија. Па излегува анкета во Фокус, кај што се мери рейтингот на ВМРО ДПМН на Мицкоски, ВМРО ДПМН на Никола Груевски. И само неколку недели после тоа излегува Христијан Мицкоски, Александар Николовски и вела дека го пресретнале курирот од Груевски. Тоа се нели волшебно самарче приказни што знаат да ја кажат. Го пресретнале курирот кој доаѓал од Будимпешта во кабинетот на Талат Џафери, па го земале стикчето, па виделе во стикчето што случај се договарале ДУИ и Никола Груевски. Бидејќи вие сте небитни, нели вие сте измеќари и тоа мора да оди ДУИ и Никола Груевски. На таа средба Пендаровски. Кој може да ја провали? Прво за содржината не можам да коментирам, ниту да го потврдам ова што го кажувате, инаку
би било... Што точно не може Па не можам ништо да потврдам. Дека се разговара за враќање на Груевски? Да, не можам тоа да го потврдам, но... Па Беса Арифи вели дека таму оделе представници на ДУИ, представници на СДСМ да ги убедуваат судиите на Врховен суд да усвојат одредени правни преставки кои би значеле основа за враќање на Никола Груевски. Несанкционирано се враќа Никола Груевски во Република. Не знам за тоа и затоа не можам да тврдам Па Беса Арифи е избрана за прав човек. Арифи или Адеми? Беса Адеми е избрана за председател на Врховен суд во ваш мандат како министар за правда. Така е, да. Многу луѓе биле избрани во мој мандат, не гарантирам јас за сите што кажуваат понатаму. Затоа не можам да го потврдам ни ова, но кој вади делови од содржини од тие средби, не можам да тврдам, но на тие средби имаше навистина големо присуство. Ве провалија ли? Безбедносно ве растури на таа средба. Значи, вела дека некој од тие што преведувачи, Васко, не мора, стенограмите ниту ја организирав јас таа средба, ниту само учествувавме, разговаравме на многу теми. Тој почеток на крајот. И на можноста да биде формиран, да се врати Груевски, значи тој е да се врати Груевски, да биде формирана некоја или да биде нападен раскол во ВМРО-ДПМН. Не можам ова да го потврдам. Не можам да го потврдам. Колку и пати да ме прашате, Добро. Јас не можам да го потврдам ова. И подоцна се случува ОПСЕ самит, Да. доаѓање на Ентони Блинкен и немање средба со Стево Пендаровски. Нели ви беше тоа порака дека не треба да застанете зад кандидатура на Стево Пендаровски? Тоа е едното прашање. Второто, зошто побогу ги споивте парламентарни и председателски избори? Сите анализи ви покажуваат. Да. Тоа беше проценка повторно во разговор на сите коалициони партнери, председателите, дека треба сепак да се спојат изборите. И мислам дека има многу други поповикани за ова, конкретно за ова прашање што би можеле да одговорат зошто точно се донесе таа одлука. Бидејќи конкретно за тоа нас не беше само соопштено дека така е договорено на ниво на коалицијата да се спојат изборите. Илете, Маричич, ви се формира една кафетин коалиција зад чадорот на меѓународна заедница. Вие гледате дека ви се формира таа кафетин коалиција, тоа е крупна олигархија, поврзана со ВМРО-ДПМН, представници поранешни на американската администрација тука во Република Македонија, Филип Рикер, поранеш амбасадор, па неколку средби тука со Христијан Мицковски, со делови на таа кафетин коалиција. И таа кафетин коалиција ви победува на изборите на 8 мај. Толку ли бевте немокни прво да го спречите тоа и второ, покажуваше ли тоа една непринципиелност, една драматична поделеност на меѓународна заедница околу клучни прашања како треба да се профилира политичката сцена и разврска во Република Македонија? Ја навистина повеќе би сакал да ги дискутираме овие работи прво во партијата, за да можеме да ги искажеме и во јавност. И затоа и се воздржувам за некои прашања да коментирам, но мислам дека треба одговорноста, проблемите пред се да ги бараме во нашиот двор. Во тоа како работевме, како постапувавме. Ама вие давте легитимитет. Пропусти, грешки, многу повеќе од дека некој не пуштил по вода. Минатиот септември имате средба со тој Филип Рикер во Њујорк. Имате ручек со Филип Рикер. Така е, да, во Вашингтон. Тој е пензионер. Тој е небитен во било кој процес тогаш во Република Македонија. Джим О'Брајен е избран да биде втор, трет човек во Стейт департментот. И вие Филип Рикер кој му завршува мандатот, па зошто не со Джес Бейли, зошто не со некој Лоренс Матлер, зошто не со некој... Зошто прилика, меѓутоа сум разговарал и со Джим О'Брајен многу пати, со него сме пријатели пред да стане. Ќе купува ли Джим О'Брајен кола во Македонија сега? Па видете, битно е дали колата ќе тргне напред. Тој рече дека тој сугерираше на македонските граѓани да не купат автомобил од човека од Христијан Мицковски. Не може тогаш да тврдиме дека не пуштиле по вода, повеќе што да направат тоа. Па гледате што прават во Молдова, гледате што прават во Украина, гледате овде во Република Македонија, толку ли им збуктисавте, толку ли процења дека не ве бива, па ве пуштија што се вели онака. Не пуштил никој низ вода. Нашите слабости се главна причина за поразот. И затоа не треба никој друг да обвинуваме. Ние треба сами да погледнеме во нас и инаку секој пат тоа ќе не биде изговор дека некој не пуштил по вода. Джим О'Брајен ли е архитект на Open Balkan проект? Да. Сваќате сега дека тој е промашен проект и дека тоа беше единствено функција на Александар Вучич да глуми тука некој регионален лидер.
Опен Балкан постои, а човекот се меша во внатрешни работи и на Босна и Херцеговина, и на Црна Гора, а богами и на Република Македонија. Значи, Open Balkan е проект кој што настапува во момент кога ние имаме блокада на Берлинскиот процес и блокада на европските интеграции, француското вето. Тоа треба да биде замена за И Берлински тоа треба процес, да биде за француски интеграции, како може? Не никаква замена. Тоа треба да биде една рамка за да имаме некаква регионална соработка која што ќе донесе конкретен бенефит за граѓаните и таа цел е постигната. Тоа беше целта на Open Balkan, не беше целта да биде замена за ЕУ па да имаме ние кој знае какви се сведе на некои вински фестивали кај што одат се на здраво од со вина, летви се прат, гледавме оние па гледавме оние видео снимки кај што советничката за информирање Сузана Василевиќ едва и го трга Александар Вучич, мислам са тоа не треба нешто многу да се биде. Јас бев таму присутен, во Белград немаше никој што беше направен летва, тоа се пиеле вино по штандови. Не летва ракета, дрон некој така. Не балистичка ракета. Отворен Балкан беше идеја поддржана од Соединетите држави, а целта беше да има форма на регионална соработка, бидејќи се друго беше закочено. Маричич. Се друго беше во блокада. Ај сега да го вратиме. Значи вас ви давате на таква сериозна роља како влада да бидете домакини на Охридскиот процес. Кај што Србија, тоа е сега нели една од цело време сега го повторуваат. Охридски процес, Охридски Питер Стано на пример портпаролот на Европската комисија, тоа вели дека тоа е услов Косово и Србија да ги почнат преговорите со Европската унија. Домакини сте вие, Алмин Курти и Александар Вучич се присутни во Охрид, мислам дека е Скобар, представници Шарл Мишел, ако не се лажам, исто присутен од Европската унија. И вие треба да се домакин, земја кај што или место кај што Косово и Белград ќе ги решат односите и на крај Македонија се сведува да биде монета за подкосирување помеѓу Косово и Белград при решавање на нивните проблеми. Во 1,5 година се менува целосно наративот, Приштинската платформа ја заменува Тиранска платформа. И битката на Курти и Вучич се префрла на македонски терен. И затоа не треба да викаме 15 години, 10 години. Гледате дека работите се менуваат брзо. И само треба да извлечеме како Македонија успеа таа своја позиција за година и пол дена така да ја распродади. Треба да се направи една посериозна анализа, бидејќи не е една работа во прашање. Има повеќе грешки и во перформансот кон граѓаните како влада, и во некои други процеси, и мислам дека со тек на време се тоа ќе дојде на дневен ред, да се разговара и да се отстрани како причина за идни порази. Речиш, уште 3 прашања имам, кои ми се многу битни за да го заокружам целиот процес. Кога сте министер за правда, на топол оброк 3 пати на ден се Јордан Камчев и Сашо Мјалков. Во мандат на ниту еден министер за правда, 2 клучни фигури, да не речам мокни играчи, со контрола на политички проекти. Гледате, едниот е можеби причина за залудување односите помеѓу Бојко Борисов и Зоран Заев. Сашо Мјалков е човекот чија структура го носи Мицкоски начело на ВМРО, па тие се наоѓаат на топол оброк 3 пати на ден. Прават некакви договори со Вилма Русковска, 5 милиони 28 милиони евра, станови се дават, што се дава и така натаму. Прифаќа дел на вина и отслужува тоа што сега се слободни граѓани на Република Македонија. Не, дел отслужуваат од казната, не е спорно. Отслужува, да. Сега ги гледаме по Скопје, значи слободни граѓани. Како успевате двајца да ги ставите? Нема тоа, малку има врска со мене лично, има врска со бидејќи луѓето ниту ги познавам, ниту во животот сум ги сретнал, но има и врска повеќе со еден амбиент кој што се создаде по изборите 20-та година и еден притисок од јавноста да тргнат напред случаите кои што беа веќе долго во застој. Тогаш беше и пресудата за страф е да кажете во мој мандат Мјалков и Камчев беа во затвор? Не, сакам да кажам дека во мој мандат дека се толку мокни да се осветат да немам јас лична, при тоа сакам да кажам дека не се работи за моја лична некаква одмазда или некој настап кон нив двајца. Немам личен однос кон нив. Ви сте министер за правда кој Сашо Мјалков го нема. Да, точно. Тогаш успева Мишко Иванов да го најде, вие како влада не успевате да го најдете, се враќа Сашо Мјалков нели од некаде кај што бил. Каде беше Сашо Мјалков? Мислам дека беше во државата, не беше надвор од државата. Сигурно имал повеќе места кај што се движел, но по заволја на вистината тој самиот се најави, самиот се појави
дека ќе Тоа дека ќе нарече се врати. пат на владата на Зоран Заев. Мислите бегството? Бегството на Сашо Мјалков. Видете, тоа имаше на серија на настани предходно, кои што, меѓу другото, беше таа тема на пресудата. Требаше да следува тие денови пресуда имаше, нели, некакви најави дека можеби ќе... Тогаш судија е овој адвокатот сега. Владимир Туфекџич, да, точно, да. И пресудата ви беше колку 12 години. Јавено ли му е на Сашо Мјалков дека ќе има 12 години? И дека тоа е тригерот и причината да бега Видете, од Македонија? Таква- Или да се крие некаде во таква Република? беше гласината, дека ќе биде драконска казната и дека И тоа е причина. тоа е под притисок. Тој Таква беше гласината. тој очекува 4 до 6 години или некаде тука отприлика. Веројатно, не знам, но знам дека 12 години е обвинителството веќе- дојави, нас обвинителството не дојави, дека го нема. Тоа беше, да речеме, некаде 4-5 дена пред пресудата да биде објавена. И вие дознавате дека го нема. Од обвинителството. Дознавате. Кој ви јавува? Ленче Ристовски. Мене да. Конкретно да, јас понатаму јавувам на владата, на премиерот и на министерот за внатрешни, и понатаму се превземаат мерки, бидејќи Министерството за правда нема ингеренции. Имате и тен состанок кој Заев. Мислам Има дека Заев состанок излегува во пред владата, кај што има широк состав тука, прилично широк состав, и луѓе од обвинителство и луѓе од И каква е атмосферата трава? тешка атмосфера, нормално. Како Германија која губи Прва светска војна. Видете, имаше и Втора светска претходно војна. едно бегство голямо На и Никола Груевски. ова ќе беше навистина неиздржливо. И тука, нели, се прави некој акцијски план за како да се добие информација каде и како Имате ли може цело да време се информација каде може да биде? Не. Па видете, да имавме информација, немаше да креваме. Дека може да е надвор од Македонија, едната приказа дека бил надвор од Македонија. Имаше различни приказни, дека меѓутоа пола токму на тоа еден, беше на целта. еден конзул на источна европска држава ја напуштил државата и така. Јас не сум имал такви информации, но целта на тој состанок беше да се направи некој акцијски план како да се спречи бегство надвор од државата и после еден ден Мишко Иванов се го врати. најде. Па се врати, После еден се ден Мишко пријави, Иванов- се Мишко најави Иванов и го дојде. Со Вилма Русковска искомуницирала и така. Стреќа не го пуштевте или штете не го пуштевте Мишко Иванов, ќе го најдеше Никола Груевски, ќе го вратеше во Македонија. Како избега Никола Груевски? Знаете ли после кога тоа се случи? Тоа се случи значи 2018 година после уставните Видете, измени. со помош на унгарската влада. Мислам дека е тоа најточно да се Со помош на СДСМ или со помош на ДУИ? со помош на унгарската влада. А кои структури во нашата влада му помагале, тоа Кои треба биле допрва да се. кои биле подизведувачи? Немам таква Ве бива информација. вас за подизведувачи или овие од ДУИ може да? Јас немам таква информација, тоа е многу сериозно прашање. Не Во тој можел- момент бев само советник на премиерот. Не можел да бега преку Бугарија бидејќи е скаран со Бојко Борисов, а Ради Точев ви вели апсете го Груевски, немојте Орце Камчев. Видете, кога имате држава, особено така моќна како Унгарија, лесно е да го се- организирате тоа. Да се организира. Ако стои позади вас незината дипломатска мрежа и како што самите го потврдија, така што не е спорно, тој има јазил таму. Не, во тој дел мислам дека нема дилема. Знаеш, мислам дека допрва ќе се откриваат некои прашања, но она што е битно е како, со кои мерки и со кои чекори да се врати довербата и во политиката и во институциите. Тоа е многу побитно од било кој лично од нас. Што ми речеш, ајде да привршуваме. СДСМ како наследничка на комунистичка партија, целата своја идеологија ја темели на два клучни процеси. Тоа е борба против албански иредетизам и против бугарски врховизам. Во мандат на влади на СДСМ едно општество за сите, на крај се сведувате нели на измекери, обвинување на Христијан Мицкоски измекери на ДУИ. Значи не само што не се борите против албански иредентизам, туку станувате измекери на албански иредентизам и бугарски врховизам. Обвинувањата за Зоран Заев или кон Зоран Заев, посебно поставено интервју на БГНС, што го дава, е дека е воскликнат, возобновен бугарскиот врховизам во Република Македонија. СДСМ од бастион против овие два процеси се сведува на партија која капитулира под товарот на тие два процеси. Не, јас мислам дека тоа што СДСМ се обидува и се обиде да најде една своја идеологија за новото време, која што се базира на граѓанско општество и еднакви можности за сите, од една страна, од друга страна безкомпромисна битка за членство во Европска унија, мислам дека се предности
на СДСМ и дека со текот на времето ќе станат нејзини. И 2006 година силни страни. Бранко Цренковски ја растура СДСМ и ја води кон порасни избори со обвинување дека Владо Бучковски е косовски лобист. Тогаш има една иницијатива за заедничко чествување на 2 август помеѓу Бучковски и тогашните бугарски власти е растурен Владо Бучковски 2006 година. На 5 јули Никола Груевски победува и тоа се случува сега 2024 година. Не истите прашања. Значи ништо не дека таа номенклатура, дека тоа размислување на левицата не може да ги прифатите два процеси. Тоа не се согласувам. Мислам дека да имаше малку повеќе кредибилитет приказнато, односно да успеевме и со преговорите со Макрон 2019 и со францускиот предлог подоцна, ќе имаше повеќе на тежина, затоа што не заборавајте 600.000 граѓани излегува и гласаа на референдумот за прифаќање на Преспанскиот договор. Мислам дека има премногу лицемерие и премногу номенклатури кои што им одговара ништо да не се промени во оваа држава и тука е клучот. Значи настрана грешките во политиката, ова постана, значи настрана све. Еве говориме за кафетен коалиција дека олигархијата сака да руши владата на СДСМ, а само неколку дена од Ковачевски ја напушта премиерската функција, лидер на СДСМ оди на средба со Бранко Азевски. Никој во партијата не знае, никој во владата не знае, значи тотално неорганизирано и така натаму, значи самите се дават автоголи. Но тоа што го прави меѓународната заедница, кога дозволува еден Антонио Милошевски дрндупка да игра со законот за овие рестриктивни мерки или црни листи, кога ова влада воопшто не спомнува првите 120-130 дена дека ќе го усвои тој закон за рестриктивни мерки, кога црните листи се обезвреднети, а тој е клучен инструментариум на меѓународната заедница да може да воспостави некаков правен ред тука во Македонија, Балканскиот полуостров, тогаш како можеме да очекуваме една влада на стаклени нозе да се протистави на тие процеси? Затоа велам, ние имавме внатрешни слабости кои што не доведува во ситуацијата во која што сме. А инаку, мислам дека делот меѓународната заедница направи многу за да помогне во расчистување на овие теми кои што ги отвори. Ма не успеа со црните листи. Добро, еве, затоа велам, не сме сте човек ве на Опен Балкан, не сте човек ве архитект на црни листи и тоа не успева да донесе некој ефекти. Ќе видиме со текот на време дали ќе успее. Правевте ли вие црни листи? Бевте ли вие? Тоа беше обвинувањето за Бојан Марич, човекот кој става македонци на црни листи. Тоа е едно многу несрекно обвинување и тешко за носење. Прво, премногу моќ се дава на еден човек и се предимензионира. Второ, тој систем на ставање на црни листи вклучува многу институции, вклучува многу луѓе и има премногу филтри за да зависи од еден човек. Ниту сум ставил некого на црна листа, ниту сум извадил некого од црна листа, ниту имам таква моќ. Сите тие процеси се водени од американските институции. Велат, не е проблемот на тие што се ставени на црни листи, проблемот е на тие што не се ставени, дека тука е промашена работата. 3 играчи ставени на црни листи ќе беше решен проблемот во Република Македонија. Видете, не знам, ќе видиме прво како ќе се развива целата таа приказна. Ако победи Доналд Трамп или братот Трамп, тешко и се пише. Затоа викам, ќе видиме како ќе се развиваат. На крај крајава не подценувате дека токму во време на Трамп неколку луѓе беа ставени и во време на Трамп беше потпишан и Преспанскиот договор и беше на средба кога Александар Вучич беше во овалната соба ставен скоче понизок од точно така. И Доналд Трамп. Знаете, мислам дека ќе мора да се решиме, ова би сакал јас вака за заклучок да го кажам, да се решиме од ефтиниот популизам и од лицемерието. Знаете, еве примерот на господјата што е министерка за енергетика, тоа беше тема месец дена, бугарското државјанство. Неизино и до ден денес, еве гледам денес излегла формуларот потпишан за прифаќање на бугарско потекло. Знаете, многу илјадници наши граѓани потпишаа такви документи, извадија бугарски пасош, еве да речеме оправдано од економски причини, како што и министерката кажа, и сакале да имаат да работат во странство и сакале да имаат можности за работа во Европската унија. И сега, зошто е по-морално или поетично таков вид на бугарски диктат, во кој што граѓаните наши биле принудени, иако не се чувствуваат. Збориме за тие што не се чувствуваат како бугари, а го потпишале. Тие што се чувствуваат, тоа им е нивно право. Но тие што не се чувствуваат и го потпишале и прифатиле некаков вид на диктат, ги оправдуваме и велиме да за економски причини тоа е во ред и да речеме дека е така, бидејќи многу луѓе го направиле тоа. Зошто е тоа повеќе етично и поприфатливо отколку да донесеме
уставни измени со кои што бугарското малцинство ќе оставиме во нашиот устав, како влог, исто така за членство во Европската унија и за економскиот развој. Значи, българското малцинство во Македонија сашто како Сања Божиновска која добија бугарски пасош. Не, јас како пример ја дадов многу. Или тази дупка не е дупка, што би рекла Тодор Живков. Затоа е тоа толку тема, затоа е тема. Инаку не би требало да биде тема, бидејќи многумина. Затоа е тема, бидејќи некој има нечиста совест, путер на главата и се ишка. Како велат, еничарите се најголеми турци, тоа сакате да кажете. Сакам да кажам следно, дека треба да им ја кажуваме на граѓаните вистината и да зборуваме отворено, дека ние ова го правиме. Ако им кажувате вистината, а нема пари, тогаш што има станува? Така е, па знам, затоа велам, ние како влог во нашата иднина треба да ги подобро да ги ставиме бугарите во устав, отколку сите поединечно да вадат бугарски пасоши. Маричич, тоа е мојата. Вие не ставате на црна листа. Не ставам на црна листа, не. Ништо се паднавте мојче. Мислев некој ќе фатиме врска да ставиме на црна листа, нешто да направиме. За жал неам или за среќа неам таква моќ. Последно прашање. Дали американската администрација бараше апсење на одредени структури во СДСМ, кои вие не го направивте и тоа беше почеток на крај? Не апсење, немало такви барања, но имало разговори околу да речеме останување на од политички позиции. Повеќе отколку апсење, немало разговори. Јас барем не сум учествувал. Први луѓе во енергетски сектор, да речем. Во повеќе сектори, меѓутоа меѓу другото. И вие тоа не го направивте? Па не, очигледно. И како очекувате да ви падне на среќа лос или стречка не купувате? Видете, пак ќе речам, времето во минатото треба да го анализираме и да видиме што не треба да правиме во иднината. Димитар Ковачевски го гледате? Се среќаваме од време на време. Све се нешто промаши? Ќе треба него да го прашаме. Една историска шанса. Не е ферски да разговараме. Па ве победи овој министар за опозиција што беше, Христијан Мицковски. Пак ќе кажам, за жал многу е резултатот голем и разликата голема за да треба така да примиме со понизност кон граѓаните и да видиме како да не се повтори тоа. Уште на крај ќе реализирате планот на Заев, вам РС да само да формира заедничка влада. И јас не знам за тоа, не сум учествувал никогаш во такви разговори и не. Ама не ви кажал кога, не ви кажал Комачевски. Вие бевте човекот што владееше. Јас сум бил човекот што спроведува одредени политики кои што биле договорени и со председателот на владата и вие инсталирале таму Сорос, ништо не знаете, вие ништо не сте учествувале, ништо не правите. Добро е што го спомнавте ова со Сорос. Знаете, тоа е има во низ програмите на Сорос, има поминато многу луѓе кои што денеска седат на различни позиции. А кој мислите? Па не знам, јас сум го запознал Димче Апасиев на младинска програма на Сорос. Игор Јанушев исто така. Ермира Мехмети исто така. И Панче Тошковски да не. Панче Тошковски исто така. Илија Димовски сме се дружеле многу во тоа време. Зборам кога сме биле средна школа и факултет. Вие сте промашиле партијата. Па Сорос не, за Брчанец, јас завршивме во СДСМ. Вие сте промашиле партијата. Така што има дел што завршиле во повеќе партии, има и во ДУИМ повеќе луѓе што беа и директори на различни Артем Грубе беше кај Сорос. Има во тоа време јас не го памтам. Не, тој бил академија на партизани на Црна Звезда. Не, меѓутоа негови блиски соработници беа. Да. Негови блиски беше шефицата на кабинет беше кај нас. Да знаеме кого да псуиме тоа. Фала многу. Маричич, ми беше задоволство. Фала, се надевам дека беше интересно. Ќе видиме колку ќе плюкат, ако плюкат многу, значи било многу интересно. Научени сме на плукање, не е проблем. Фала многу, се најдобро. Благодарам. Ова беше интервјуто со Бојан Маричич, 1 час и 46 минути. Четврто интервју, а петта емисија во ова YouTube сезона 2024-2025 година. Ако минатата сезона или предминатата сезона не велам дека имаше некој премолчан договор, туку дел на играчите од ВМРО, дел на играчите од СДСМ ја избегнуваа емисијата во центар. Ова сезона ја почнавме на еден, а јас би рекол спектакуларен начин. Сем Вакнин, па Весна Јаневска, па 2 емисии, едно интервју со Зоран Ефремов, сега Бојан Маричич. Почнавме бурно, почнавме многу силно, се надам дека така ќе продолжиме. Се надам дека ви се допадна ова интервју. Ова е само еден дел на сите тие прашања што можеме да ги отвориме, да ги разговараме со Бојан Маричич. Мислам дека многу брзо ќе имаме нова интервју, нова емисија со Бојан Маричич. Гледате тука специјално јавно обвинител со па што ќе се случи со Сорос, избори во Америка и така натаму, што стана мноштво на теми. Сега можам да направам уште едно интервју кој би траело уште 2 часа. До наредната недела во 22 часот и до она емисија за мембери кои се политички анализи вторник 2 часот и 30 минути. Пријатно вечер Македонија, каде да си.